денешните гости се актери, комичари, водители на Златна бубамара и што не. Имаше македонци во публика, роми, албанци, бугарин, срби и хрвати. И што ни фалеше? Полиција. Луѓето мислат дека се интересни, но тоа не е вистина. Многу се интересни. Сега веќе вистински стари пријатели. Дали после толку настапи се уште имаат трема на стендап? Цело време имам трема. Ние сме стари другари, ама овој пат направивме емисија што ќе биде за паметење. Ова не е само разговор. Ова е 1 на 1. Сезона 17. Почеток на новата сезона, 17-та сезона од 1 на 1. Ви благодарам за поддршката, љубовта ни сите овие години, за тоа што повторно не гледате, а почнуваме со едни стари пријатели. Тино и Атанас. Сега веќе вистински стари пријатели. Кога видов ова со 17 се исплашив. Тука бевме кога беше 3, 2, 1, 5. Од 1 на 1 бевме. Сака од се вика емисијата? 1 на 7 кој што гледам. Се вика со 17. Супер ти е новото име, се надевам ќе има поголем успех од 1 на 1. Да. Абе гледаше со 17, со Тино и Атанас. Летаат годините, тоа е вистина. И сега пример по тој повод ве плаши тоа или знаеш сите имаат различно гледиште на таа тема. Некој вика леле минуваат вака. Пази гледај ги децата вака ќе израснат, знаеш и така натаму. Некој вика не бе јас се уште сум млад душа, што ти е на тебе. Знаеш вие кај сте на скалава? Мене ми одговара дека проаѓа времето, ќе остареме побрзо, ќе одмараме поише. Веројатно. Не знам, си викам кога ќе бидам постар ќе одмарам. Пензијата ти делува идилична? Па да, јас си ја гледам, знаеш како поблиску ми е сега. Ги осеќам парите, пошто гледам нешто, читам и пратам дека ќе се зголемуваат и пензии и све. Така, знаеш некако и там побрзо кон тоа. Така. Замисли доаѓаш пензионери ти викаат па 300 денари имаш пензија. Но има и такви наслови што викаат не знам пензиските столбови, дали ќе има пензија во иднина? Замисли се бавам со пензијата, бе не дај Боже, цел живот ќе работам, жаре. Па да, Цел живот ќе работам. Ја имам добра филозофија. Ќе те земаат бе ќе станам режисер, ти викаме да се олапаме, ќе станам режисер. У сите вакво ти ќе играш главна улога. прв те земам. Сваќаш монодрами ќе правиме. Па не ни е доста еден од друг, уште сами ќе работиме без други. Сега ни режисер нема да ни треба. Ми се свија твојот план. Што ти е Фала. филозофијата ти? Филозофијата ми е дека секое време во кое живеам ми е боле од претходното. У контекст на претходниот муавет дали Добро. старееш или не старееш. Некако така се осеќам и од помал сум така понафурен, зашто полошо од порано не може да ти биде. Реално, у Лисиче така, не беше толку добро. Не, се шалам. Него реално... Извини. Ајде. Вика Лисиче Карпош, што е следно? Се е болje. Сваѓаш. Вика е следно брат. Ефу центар. Карпош. Лисиче центар Карпош, извини, што е следно? Карпош е По таа болje од логика Сарај. Кавадарц. Веројатно. натаму, Кај дај ќе излезе од градот брат. Рачино. Веќе натаму е тргнат. Така да ја мислам дека секое време добар мајндсет е, добра филозофија е да живееш дека времето во кое си сега ти е најбољи време до сега во животот. Човек има тешкоти и у секое време од животот. У Сега секое ти време да од останеш позитивен со тешкотиите, сега он ќе потврди подобро како викаат мали деца мали проблеми, големи деца големи проблеми, така викаат. Не знам. Тоа така е, различни проблеми. Гледаш, значи еволуираат и такви работи. И сега ти замисли, треба да се носиш со посериозни проблеми, да бидеш по-хепи и позитивен за нештата. Па тоа ти исто ќе спрашува биологија утре. Малиот нема е добро денес. Свесеш тие се тука се проблемите. Не си спремен ни за едното ни за другото. Скоро сева точно, да. Така да, Ами ништо не е вечно, бе. Така ништо не е вечно. така си поминал биологија. Со Историја, истите проблеми. Истите проблеми историјата го средно го си. После на факултет исто ќе ме биде или нема да те биде. Али Нема да еден те биде. познат диктатор вика подготовката е темел Ми на се се. допаѓа не цитат кој почнува со еден познат Познат диктатор. диктатор. Па некем да го кажам, пошто работим у таа држава. Да, али можете да претпоставите. Нели не си Што? читал книгата, бе, те прашав пред некој ден, си му ја читал книгата, рече Имам не. истето.
Читаш тајно книги? Не работевме, го работевме процесот. Чита тајно книги од диктатор. Заради Не работевме представа. чекај стварно. малце, Па тоа викам заради професијата. Заради професијата, да, не Имено. ради А не дека многу ми идеологијата. се допаѓа оно што го. Може и да не е диктатор човекот. Може да е за него диктатор, за мене да не е. За кој збориме? Не е важно. Важно е дека Како не знае, за подготовката Карл Хајнц Румениге. точно Така да. и мислев, окей сме. Познатиот За генералот. фудбалски диктатор како што го нарекува. Диктатор. Кајзерот од Бајерн, Имаше нормално. диктатор, добро. Не 21 линија јас. и 23 веќе едниот е распродаден, а од овој 23 не знам ни дали има останато карти додека дојде емисија, можеби и нема. Може и нема. Да. Дај Боже да нема. Има, едни има, Вас ви тие, одговара. мислам дека тие при крај више блоковите што се Така. при крај мислам дека Оние што ги викале no view карти. со го... Така ги викале. Не гледаш, ама присутен си. Да, апсолутно. Значи, И можеш да се тагнеш дека си тука. Сакаш да бидеш присутен, сакаш во живо да го доживееш тоа, но не си купи карти на време затоа што не беше доволно одговорен, Така е. можеби не беше доволно заинтересиран. Или И не сега доволно си обраќал внимание на приказната за волкот и трите прасиња. Бидејќи таму е се кажано. Ти реков дека со годините освен И мудроста памет, и доаѓа. мудроста доаѓа. Гледаш? Жаре е пример за тоа. Но ти текнува пред 5-6 сезони. Што? Гледај го сега. Така, Поента, цитира големи книги. Цитат, ја врти, твист. А мене се свига дека ти не си сменет. Не, си ја, истиот и пред 5 години. Исто, не. Иста емисија. Ама Не, се шалам. Не сум до таму Таму стигнал. се бев јас. Не сум. Јане Сандански, Атанас и Тино на линија. Немавте болја резолуција некој? Нели, мене ми е тоа првото прашање што Ама ми не, дојде. за на телевизија супер изгледа. Да, тоа е, гледаш искусен човек, гледаш Не, како Не е се за гледа. тебе Ја, направено. по емисии не Не си ти таргет групата да купиш Токму карта. така. Има ли се уште трема кога ќе излезеш на сцена, еве полна е салата, што значи полна сала во Јане Сандански 4000, да речеме? Така? 4. Така. К. Имате трема пример пред настап, има малце. Цело време имам трема. Како го објаснуваш моментот дека цело време има тема, има натепано толку многу искуство, знаеш? Знам, како не постои. објаснуваш? Затоа што имам Не ли би одговорност. требало да ја нема? Дај Боже, не постои тоа. Ако ја нема, нешто не е добро. Ја имам некоја одговорност што треба да насмеам луѓе, што почетната позиција ми е изгубена. И сега знаеш некој ќе рече, а нели се осеќаш сигурно? Да, ама не знам што ќе биде вечерта. Цело време е тој момент што непознатото е тоа. Мене тоа ме паничи. Како ќе биде? Како ќе почне? Сакањето да биде што подобро. Тоа е тремата. Кошаркарите викаат, ако ми влезе првата тројка, има некои кошаркари. Првата тројка, ако му влезе после тоа, готов си. Значи, не дај Боже на Стефан Кари да му влезе првата тројка, значи ќе му влезе уште 100. Така и со комичарите, влезе ли првата смешка, уште подобро. Така. Ама утнеш ли првата? Утнеш ли првата паска и другарти? Тоа е сме не двајца ми по иде еден пузе. сам, не знае да се снајде. Да, најболje е што сме двајца, пошто на едниот, ако не му иде другиот ќе го изведе. Не, мислам дека таа одговорност со тремата нас сами си ја правиме затоа што сакаме секој нов што го слуша шоуто, материјалот, што ја гледа представата, ова е апликативно и на представи, не само на стендап. Да го задоволиме исто како ние прв пат кога сме ја прикажале према некој. Тоа е одговорност и потреба да секој нов го насмееш, задоволиш, му го пренесеш на материјалот, стендапот, пораката, представата, whatever, исто толку добро како прв пат кога си ја пренел. А Јане Сандански, што е различно, знаеш, не е исто 100 души и 4000 луѓе, не е исто. Не е разликата само големината, сигурно има и други некои различности во однос на настап во Јане Сандански и во некој клуб. Види, ние си го носиме тоа, ние бевме, како што знаеш ти, целата македонска јавност фрлени во оган со Бубамара на 24 години, што универзална сала, што Метрополис арена, што и некако ние артистите викаме на потешкиот начин, што не значи дека начинот е стварно тежок, потешкиот начин затоа што прв пат те фрлаат на еден голем настан, прв пат стендап, прв пат. Така да ние сме искрафтани, Делкани, ајде да кажем. изделкани на тој некој потежок што според мене и според многу други филозофи на комедијата е подобар начин да го поминеш и да го научиш. Тој потешкиот начин да се изделкаш на поголеми настани и мислам дека не ни е прво искуство со оглед на тоа што и лани исто наполнивме 4 сали и 11 години веќе на Бубамара, па некако од прилика знаеш
како оди темпото на настанот, на што најмногу работи. Пази, различни се многу работи, акустиката е друга, знаеш, има многу сетилни работи што се други, тебе што лично ги доживуваш, ти се различни. Него клубче мало. Всушност, ритамот е различен од клуб, затоа што тука ти се блиску, перкусијата ти е блиску и ја слушаш, а ваму има еден дилеј е зборот како после панчлајнот одложено. И он отиде ваму. Па стига до тебе. Да. И треба да пазиш, ти всушност треба да го имаш тајмингов. Тоа додека го научиме ние на Бувамара во Метрополис кога настапувавме. Они се смеат, а ти не си усмешка, после сваќаш дека си брзал. Хатера за шо е кога чекаш и ти отидај. Господ на помош. Ништо се на помош. Идеме дале. Не се случува. Не, затоа вадиш на следната. Така, што да правиш? Затоа ние гледаме во принцип секогаш материјалот што е како премиерна изведба во Скопје, да речеме да е скоцкан, пробан, изделкан, направен, веќе сработен. Не дозволуваме да е што може подобро, совршено нема никогаш, да е добро. Да, но со настапи ти можеш од прилика знаеш. Се извинувам. Кај ти е вишок, кај е смешка, кај е добро. Што поише настапуваш, тоа подобар. Се ај за искуство претходно. Значи дојаваше лани. Така? Да. Јане Сандански збори. Тие настапи. И имавте серија настапи, 4 беа. Така беше? Ај малце, дајте им на фановиве што се случува во атмосферава пред и по настап, знаеш, да им доловиме кај седите, у каква просторија е тоа, има ли некаков бекстејдж, кој е со вас, сами ли сте, семејство ли, другари ли, што се случува? Откачена екипа е, брат. Нема да кажувам екипата со Зошто не кажеме екипата со Не ме раскаже слово. Супер е екипата, значи екипата е ја Атанас Синиша. Добро, Синиша Евтимов, добро. Да, Синиша Евтимов режисерот е увек со нас. Сам тој и доаѓам, не може без него да не правиме ништо без Синиша да дојде и да ревизија. Трет брат. Да, трет брат. Што и да работиме мора да помине низ негови очи, низ него, добро. Тој ќе кажува најтошно. Таму е Део Матич. Аха, добро. Неговиот партнер за тенис. Обавезен е Део Матич. Таа спојка е таму. Милан Несторов, Мики не може без Мики да дојде, без да дојде Мики и да рече леле, баби, колку е полно, гори атмосферата. И ош Натанов ми кажа, да, напумпајме, кажи ми, кој има у публика, кој има? Мики баби е обавезен. И толку. Отприлика тие се. Отприлика тоа е најблизок круг, тука увек. И пример се пие пред настап, што се прави? Озбилно? Не се пие обично. Не се пие. Сакате да бидете. Па да, ја чисто сакам да бидам. Стрейт онака. Да. Преферираме тоа, сме ги пробале сите опции, најдобро е трезен. По тешкиот пат доставме дека е подобро да не се конзумира ништо. Добро, не супер, така треба. Одлично. Да си ја сработиш работа, после има многу време за прослава и пиење. А тоа е мала просторија во која што сте. Тоа е просторија на Олимпискиот комитет на Македонија, Македонскиот олимписки комитет и таму се она пресконференциите кои што се одржуваат. И сега ние седиме кај што тие што даваат интервјуа во фотелјата Циле кај што седел своевремено. А другариве ни се новинари. Така е, чудна е таа просторија. И цигари не пушиме. Така. Да се спомне, пошто е Олимписки да не мислат, ама е забрането па да рече дека и алкохол и цигари се забранети. Одлично. Има некој ритуал пред излегување, не е ритуал, сега не знам да се откажам што правите, ама нешто што така сакаш да го имаш со себе или да го направиш пред настап. Тука може седа од типот сакам добро да одам во тоалет, лупам. Јас сакам еспресо да се напијам. Пример. Добро. Имаме еден ритуал, преме да пукне и викаме Showtime. Браво, Magic Johnson, фанови сме на таа ера. Winning Time. На Winning Time серијата сме фанови и не знам, се пронаоѓаме во тој вајб. Мислиме дека е исто како тоа време. Некој од вас што викаше, дај да направиме нешто наше, да не биде копираме. Имаше, ама го избркавме од групата. Ние сакаме да имаме све да е крадено. Добро шоу! Зошто да копираме нешто кој има... Време е за шоу, брат. Прекрасни работи веќе измислено. Зошто ние би се правиме паметни? Зашто нема ништо лошо си замислуваш дека си Карим Абдул Џабар. Јас се правам паметен на шоуто. Работите што ја ги измислувам, ќе ги зборам 2 сати. Можам со другар ми нешто украдено и измислено да си направиме и Showtime, бро. Така да. А дали Синиша тоа го потврдува? Значи вие правите, направи го пак тој, јас сум Синиша. Кажи го. Showtime.
Така е. Не, Синиша искрено држи говор, он го држи говорот. Да. Да, он го држи говорот, ова само ова ни го остава на нас. Пеп ток што ви рекле тоа, мотивационото. Да, точно, тоа е вистина. Браво. Најбољи, не знам, со 100 режисери сум работел, сега не дека ми е другар Синиша и дека се сакаме и се, ама такви говори нема друг. Дали проучува он ли некој говори или гледа, што ти е мешавина на говор, ти не знаеш дали ќе играме спортска утакмица Така. или најбитната представа во твојот живот. Многу добро знае ги прави. Нешто измеѓу Сер Алекс Фергусон и Вилијам Волас. Нешто како те мотивира да ослободиш државата и да се бориш за своите правди и да знаеш да дриблаш по лева страна. Да, пасови, значи има од најфилозофски, така? Па има, да. Чека, дали во првиот момент на говор, тај да речеме говоров трае 3 минути, дали во првиот ми вика дај не ме фолирај, и после тоа како што тече времето си викаш мору право. Мора кога ти е стрес си го слушаш. Така? Кога ти е стрес викаш чекај бе може нешто паметно ќе кажеш. Емотивни сме, спас гледаш ти, разбираш, он кажува, па тука увек има плачки, мачки, некои очи му насолзуваат. Па искусен е. Па процесот завршува, поминавме сега 2 месеци заедно, се потрудивме, па ќе излезе или нема ли да излезе. Се тоа работи врз адреналинот, трема, работа, се тоа ти поминува во глава и убаво е, мене ми убаво го се избориме така. Па да бе, даваме важност на ситуацијата, зошто да не? Ќе се вратиме ај на стендапов, дај сега да ме фрлам во минатото кај што прв пат сваќате дека од сцена се живее. Знаеш, кога е моментот кога што си викаш, не мора ајде финансиски, него си викаш ова ќе ми биде професионална кариера. Кога решава, секој има период во кој се двоуми, дали да идам во нормално нешто или сцена. И сега кај некој трае тоа месец, кај некој од стар знае не, ја ќе одам па што сака нека биде. Кај вас кој е моментот кога решавате ја ќе се бавам со ова 100%, тоа ќе пробам. Се бавиме за стендап зборим? Сцена. Аха, знаеш дека ќе ми биде професија мене сцената. Цел живот знаев за тоа. Сериозно? Сериозно, да. Родители имаш што се бават со такви работи? Не, немав ништо, не. Што те привлече прво? Знаеш, што ти е најрано сеќавање дека те привлекува нешто такво? Не ме биваше за ништо, жере. Не се зафркавам. А овде може да ме бива за све. Не знам таква е оваа магична професија. Овде можам да бидам се што сакам. Се пробуваше негде во Сум се пробувал, ритам плюс, фудбали, одбојки, ракомети, не знам, јавање можда. Значи се проба. Дилер, тоа све, на добри книги. Така, нормално. Кажам, се сум пробал, во ништо не сум бил добар. Сегде сум бил така, сум учествувал. И рецимо во основно ти се викаше јас ќе се запишам ФД. Го упознав кумот мој Дарко Богески кој ми рече дојди еднаш со мене нешто ни се погоди скечот во мало. Правевме за фрканци нешто и луѓе се смееја, имаше некоја реакција. Бевме посебни еден ден. Некогаш се случи нешто различно од претходните денови. И му викам, ја и ти нешто функционираме, не можеш да го препознаеш ти млад си. Ми вика, дај одам во детско драмско кај Магдалена Ризова. Дојди еднаш со мене, види како е. Отидов еднаш и фала му на универзумот што отидов таму. Затоа што таму се најдов. Се најдов себе. Тоа сакам да го правам. Убава приказна. Тоа сум јас. Титино? Јас немам ваква романтична приказна. Ја немам кум. Немам кум. Да, мојот кум е диџеј, така да се бави со бонсаи, така да нема да навлегуваме. Ама имам другар Боце, мене Боце вака ме навлече, ама не толку рано. Бојан Кирковски. Бојан Кирковски, стендап комичар и актер, вработен во детски театар. Он ми рече иди камера. Не ми рече иди глума. Ој, не го знае. Не го знаеш дека ме тераше Боце камера да идам? Камера? Камера би види супер. Да ме запиши камера. Да бе, вика има на факултет, викам ти после шо учиш? Ја глума, ама ти иди на камера. Не бе брат, ја му се прашех у трак седевме, на гробче седевме у школски позади. Иди вика камера, викам а друго што има? Не, први него што е камера? Не знаев ја у средно брат. Да, иди камера. Не знаев ништо за професијата во средно јас. Слаби баби. Не знаев ништо, немав појма за професијата ништо, освен што не носеа во театар од средно. Да, така. И нешто немаше камера, глума имаше и така. Така изгледа. Случајно? Да, ја дознав дека ме бива на испити. На испити прво соочувањето е со публика и Чека, немаш искуство основно, средно, Ништо. приредби од кај да знам? Точко на приемен ново листиче будало ја пеев за песна.
Абе, Значи на приемен имаш Например, песна да ФДУ пееш. ја пееше Ново лисиче будало. не на ФДУ, на Естра. најлабаво. Да бе, но песна знаеш, знам, Ново лисиче будало. Може Повели. не беше ни излез повели. Ново лисиче будало. И кој те гледа, плевнеш, кој е Дејан кој те гледа? Пројковски, Добро, Мишел Трајковски, пријатно. во тоа време. Морам Пројко да го прашам за ова. Ово и мене ме интересира, не ги знам овие приказни. И Перо Темелковски, и Петар Темелковски. Тоа е комисијата сериозна, иако е, Да. викам, чекаме нели е приватна академијата, што на ФДУ немаше, не, вика, има прием. Така, Како така. викам приемен? Па така вика, нема 30 пријавени, има 10 има место сам. Не, сигурно Викам, не си плаќате и приемен има. Кој почеток лош, а брат? Добро, Плаќаш и на приемен ти идеш. Нема, не верувам дека си ги освоил со Ново лисиче будало, гарантирано Сигурно и нешто друго. Сигурно никој немало друг со Ново лисиче будало, рекле ова. А и што викаш? Ово е чак на посебен после им се барем. исплатеше, јас сум први од Естра успешен. Ново лисиче Будало. Гей. Може и последниот да сум. Showtime. Другар ми од ФДУ ми дава 5. И немав појма, не, стварно немав појма дека сум за ова. Ја едноставно реков ќе го учам ова. Татко ми не се слагаше со мене, мајка ми се слагаше. Она ме поддржа многу, татко ми беше скептик во исто Так. време, што у последно време и со нас го разговараме истиот момент, дека го разбирам. Како татко. Да, како татко, процентот на успешност оваа професија е многу мал. Ама има многу работи, целиот Има, нема врска, нема да, лајфстайл и така да натаму. навлагаме се од тој муавет, само сакав чисто да го спомнам као спунт. И јас уствари на испити, играјќи испити, дознав дека сум добар, дека сум окей. Чекај, те бива за, да речеме, што памтење текст те бива или не? Не. Не. Не знам зашо ме бивало, ама добар бев. Ама пари. Брзо учев, веројатно. Добро, видиш, окей, Немам интересно. појма. И кога почнав да го сваќам тоа на испити на академија, сватив дека нема ништо друго да правам во животот. А пази, гарант имаш опции, што ти бе опции други? Ево замисли Немав не опции, успеваше. желби имав. Што ќе правеше? Желби имав. DJ Не, космонаут. Имав желба космонаут, ама како космонаутко или вистински не знам космонаут? сега како да ти кажам, што е желба имав космонаут, немав опции други. И ти си Тоа сериозно со имав ова? и кога ќе ме прашаат, У Македонската астронаутичка асоциација каде? бе, брат, како каде интегра, брат? Добро. Интегра нели има програма Да, програма, за космонаути. добро. Епа, Ако не на брзата железница, на ова ќе работиш. епа јас значи у тоа време да Абе, упишев ќе се снајдеш да и сега. упишев средно космонаутско у Влахов, на пример. Сега ќе бе единствен Супер, образован зашто космонаут. нема тоа? И немаше. За После вакви долго деца време одличи. мислам дека опцијата ќе ми беше нешто психологија. Веројатно. Пази, не, очекуваш некои мали работи, а он цилја високо. Секогаш. Астронаут, психологија, Ама гледаш надоле идам, астронаут, психологија, веројатно ако ме почекаш следно ќе било шанкер. Не ме почека за одговор. Немав други опции, мислам, никогаш не сум размислувал. Се фатив па добро за... си успеало тоа за нешто ово, едноставно. да. А гледаш, тоа е интересна работа, се дешко кажеш колегата од ФДУ, тоа стварно го гледале као да ме, бе, ти не си од ФДУ. Што го прашуваш Така него? имало- Мене прашај, он ќе и штити не. сега ќе ги крие ти од ФДУ. Па за Што тоа не го вреѓа. прашувам. Дупло потежок патот од неговиот ми беше. Дупло, ти на Естра си, не те бива. Ја дури од што сум го кажал ова на 1000 места. Добро. Од што ме нафураа после прва година дека не чинив Естра, пробав на ФДУ после прва година да се упишам. Аха. Ме разбираш, кај Милчин во класа. И ме одби. Никола Ристановски ме спремаше. Ти сите ми викаат, ти не си за Несра, ти си за ФДУ. И ме одбија на ФДУ. И јас реков толку. Ама имаше пар луѓе во мојот живот тогаш, Дејан Пројковски и Роберт Велјановски професорот, кој што со нивна помош се вратив на академија. Сакав да се откажам. Реално во прва година, тоест во втора веќе кога не ме прими Милчин, сакав да се откажам. Значи толку бил мојот пат потежок. Сите ти викале нема шанси со овој факултет и со Добро, има ово логика. образование да успееш. И сега некако, не знам, по кеф ми е. А вработувањето е потешко ако си Се од таму, така? Се едно. Дали си во Бугарија завршен, во Велика Британија, во Прага, на ФДУ, на ЕСРА, треба да си добар за да те вработи. А тој процес Нема како оди, пример, чека, вие се вработивте во театар комедија кога се направи театарот, кога се Да. воспостави, Први така? вработен, да. Први. Ние сме во првите 4 актерски вработувања. Имаше, како беше процесот? Имаше новинари, вика, овие ги знаеме, овие тие двајца, кои се?
Процесот Сериозно? Не, процесот беше едноставен, тоа што Јелена Жугич правеше аудиција со тоа што гледаше испити наши. Јелена беше директорка. Да, ама кога се основаше театарот, она имаше нејзина замисла и доаѓаше, гледаше испити. И си ги виде луѓето како играат. И Имало аудиција, добро, имало процес, тоа, не било. Она прво гледаше. Ало, Немаше ало. дојди. Прво гледа, не знам усвари. Значи, гледаш и ти вика, дојди на аудиција и ти мислиш дека ти си специјално поканет, сваѓаш уште 70 души има на аудиција. така, Значи, не си специјално И на поканет. аудицијата пред комисија, Коле Ангеловски, Дејан Катарина Лилич. Коцевска, Дејан Лилич, Браво. Бранко Ѓорчев, мислам. Бранко Ѓорчев. Посериозни, добро. Да, тоа. Да, па театар комедија се создаде во Драмски. Така се создаде, да. Добро, тоа се сериозни филтри. Тоа значи договор на повеќе луѓе, идеја реализирана, успешно реализирана идеја. Па види, од оваа дистанца наназад и повеќе од успешно Се согласувам, веројатно да. реализирана идеја. Ај за колеги вака да позбориме. Со кој колега ви е најмерак да делите сцена? Освен нормално вие двајца, вие ја делите сцената често. Не само сцената и други работи делиме, но Ама сега нема да ги збориме во емисија, нели рековме. Поруваме Пошто се за љутеше колеги. женати последен пат. и децата се најлюбат. Знам, моите. Не. Што? За колеги. Со кој колега или Искрено- колешка ви е мерак онака? Со никој, брат. Тоа звената нас нема. Јас се радувам дека вечер имаме представа, не знам кога ќе се дава, веројатно и тогаш ќе имаме представа. Да, сигурно. Аматери. До тогаш ќе игра 100%. Пошто сега почна. Се радувам што ќе играм со Сергеј Димовски, со Тони Денковски, со Виктор Арсов, со Јаков Спасов, со Иди одлично. Елиовски, Со Маја со Људков. моите колеги, со Маја Људков, Елена Кузманов, Жаклина Петровска. Се радувам на моите колеги. Со Нурија Секој си- Менрушијет, инспицијантот, кој што исто така игра во представата. Аматери. Таа е представа на Синиша, која веќе вие која представа што играте на Синиша? О, е добро. Број некој? Не. Многу се. Колку Ајде, имаме ајде. Синиша? Што деси Чекај да Вардарски, бројам. чао, пријатно, Илуминати, Ало, ало. ало. Аматери, Кој е? клетвата на Скотје. Аматери. Клетвата на Скотје. 10 сигурно може ќе 7, биде. 8. 7. И Не се сеќавам. процесот му е секогаш ист или се разликува од Се разликува. Да? Се разликува се. Значи не е исто дали ја спремате аматери и дали ја спремате не знам Не. илуминати. Не е исто и дали сме ние двајца сами и Синиша или ние двајца и уште двајца или ние двајца и уште 10 души или 10-15 души. Различно е, мислам дека сите сме различни у процесот, не само Па и Синиша. години се поминати и Да, различни добро, сме да. како луѓе, се менуваат и режисерите, навиките и процесите и се. Дел од овие представи играат многу одамна. Од овие што ги Па спомнав. Вардарски и Стюардеси играат. Колку играат? Стюардеси е 13 години. 13 години. Вардарски пастои колку? игра? 10, оваа година 10. 10. Во декември 10 години слави. И колку 8 март. колку пати се греш? играни? Ау, 6 декември е Стюардеси играни 6 се декември. над 150 пати. Над 150 пати. Можев ми поише, ама има и други представи, па ќе ги И види засенеш. се, нешто ме интересира. Синиша како нели човек што ја работел и така натаму. Во процесот на работење е едно, а после тоа кога ќе фати замаец представата, која е улогата на Синиша пример? Нема више, нема. После 500 играње. Обичен гледач што малце се познава со глумците и може да каже, абе, тука мислам дека ти е лошо. Така? Може да дојде нешто да кажува, да вакво и да му викаме окей, окей. Да. Као на дедо ми кога му викам да ме најтажното кара. од нивната професија режисерска е тоа што он се разделува од тоа што го создаваме заедно. Гледаш, Они интересна си одат работа, да. дома, Точно. а ние си останува наше. Точно. И сега јас имам повеќе удел у тоа отколку кога беше он тука. Точно. Ај се вака врати се на прва представа, 50-та, 100-та и 150-та. Личното искуство зборам, ама искрено да те прашувам, како еволуира? Во која смисла? Менуваш ли текст намерно? Дали сакаш да си го освежиш личното искуство намерно за да не ти здосадува? Здосадува ли? Пример. Па да. Да. Да и не, да. Мислам и не, ама у истиот стан сум со трите стюардеси и другарот и не може никогаш да заврши моја полза представата. 150 пати. Жаре, сум се прашувал сам себе у изведба, можно ли ова другачие некогаш да заврши да не бидам поразениот јас? Сам седам вака и викам можно ли ова на сцена? Зошто секогаш губам? Викам има ли некој, не постои начин. Така е напишано и така ќе завршува. Уште 1000 пати јас ќе бидам тој што губи. И сега во драмски легендиве како Чоре, Гоце, Ванчо и компанија,
Знаеш, многу често легендарни се нивните анегдоти на менување работи, на правење финти еден со друг, чисто заради зезанција, ете. Се случува кај вас или малце сте мислиш не, професионално е можеби лош збор, ама после држите до она што е пропишано и не си играте со такви работи? Исти ѓубриња сме. Исто? Исти ѓубриња сме. Исти ѓубриња. Дај некоја од тие анегдоти пример. Какви анегдоти сега последната аматерија на Викторче му направив, го направив нов човек. Пази, аматерија е премиера. Да, на прва изведба му направив тоа. Одеднаш Синиша сваќа дека еден лик во другата сцена, значи играм еден лик што е као има YouTube канал и Добро. Снима видео на YouTube и пренк прави и го играм тој лик и на Синиша му текнува дали на предпремиера или на премиера дека тој лик требало и уследната сцена да биде. Добро. Тој лик не беше уследната сцена. И му текнува на Синиша ради промената, ми не вади ни перика, ништо, истиот лик ќе се пребазиш у таа. Добро. И ја тоа го сваќам на премиера и на премиера нормално иде и на веќе на прва реприза ги сваќам можностите. Дека се појавуваш ликот во таа сцена. Добро. И не знам, почнав да го сцената треба да пееме песната Магија и овој јутјубер и одеднаш го внесов карактерот што до сега беше Виктор или небитен, го внесов Джипи дека. Го викам ово е Джипи. Оној познатиот јутјубер малиот што сега веќе не е мал. Што престана да биде. Па добро, има веќе 50 и ја веќе почнам. Која сезона? Добро да. И ја веќе почнам да правам, викам, сама све раскажам, он се откажа од YouTube затоа што фати девојка, честима, више, овие сите почињаат да се смеат. Викторче што го игра GP во моментот, не му се верува дека он е GP. Интересното е што Виктор Арсо страшно личи на GP. Како не ни текнало порано се прошувавме, Што они се како можно и да истиот човек како си ти у публика ќе се како кој го земале да игра. Затоа не снима. И сцената беше као ај ја пееме песната Магија, мислам да не откривам сега многу од представата, ќе дојдат да гледат, ја пееме и сите си ја пеевме песната Магија, се пет души по еден стих ја пеевме, као полициска станица сме осомничени. И ја викам, и доаѓа на мене ред и ја пошто сега сваќам дека сум јутјубер и сум млад. Да. И првин прашувам Магија ремиксот или старата, дека сега има ремикс. И тука почиња сите со мене на сцена, што да ги фаќа смеа и почињаат да се кријат со листовите. Што носат ја, они од страна. Најсмешно и у театар кога овие седат од страна што не се у сцената, ја гледаат сцената и ти се смеат на импровизација, и уште толку те хајпаат, и ти почињаш да играш за колегите поише. Публикава не ги гледа, а они се одма тука. Да, и публиката вришти од смењаме и они вриштат од смење. И ти почињаш да играш и за публиката и за колегите. Така. Ја имам еден, многу ми е интересно на сцена, кога некој ми вика ти нема од колегиве, например Атанас, нема шанси ми вика да ме насмееш денес. Денес сум толку сконцентриран што нема да ме насмееш. Така, не искачам од карактер. Иде, не искача. И мене ми е секогаш предизвик да го насмеам колегата, му направам забавно да му биде на колегата. Освен на сите останат. И му вика, доаѓа Викторче на ред да пее, ама Викторче е засмеан од смешката, ремиксот или оригиналот. И вака прави се тресе да не го гледаат и паузи има и ја викам, извинете, Джипи не ја знае песната, не е од негово време. И се смее. И он се смее, сите смеат, не продолжува сцената. И, например, обожавам така да им правам на колегите, да ги умрам од смеење, например. И не можевме ни да завршиме сцената, не знам како заврши сцената на крај? Не памтам затоа што јас влегувам после небе догледав, ама знам дека не знам како заврши, ама се смеевме долго време. Публиката се смеја, имаше едно страна 3-4 аплаузи онака имаше на отворена сцена. Тоа е последно што ми текнува, ама има многу. Има многу. Има во секоја представа кај што сме Например, последно им викав вместо желудникот, желудецот ме боли, желудецот. Само зашто зборот желудец е смешен. Ама не, посебно е смешно кога ти месеци и месеци претходно желудник. Да. Или еднаш знаеш што ни направи. Мене ми текнува, ама имаше и контра реакција на целото. Во Вардарски пастови се појавува негде на втор или трет чин во едно како борато на костим за капење што не е целосен, нели? Така е чудно поставен, да, малце гледаме повеќе отколку што крие. И демек он се лути на Вардарските пастови, излегува надвор, демек не сакам јас да играм, вие ми се смеете заради костимот и излегува надвор. И демек седи се надвор, ние не го гледаме како публика, му викам влези бе, ајде сега не седи таму на циментот, демек ќе настанеш, небитно. И ова будалава, му текнало демек седел негде и влага, и демек бил у веце и стел тоалетна хартија како му излегува од тангата, брат.
Си виси тоа. Виси тоа на хартија, ти кога го видовме тоа, не може да се собереме, ама викам ти сакаш да не насмееш, а ја нешто понесено песмо, имам упалјач у мене. И викам се мало хартивчето, така. Ми го буфна, бе. Еј, абе. Ми го буфна, бе, ми го буфна. Абе, и не се откажа, не да ме гледале како атаме. Дали да продолжи, бе? Не, смешка смисла, ај, леле, чо сум секси се запали, Јо, ме тоа. Публика му не свес како те ме кај договорено. Да, бе, да. Јас сакам да го наместам, он си извади со Ово е Кој договорено сака да покажам рана имам, нема, не. Раната да ја покажувам. Абе, рана имам и изгорен сум, ме запали. Запали, буфна имав пликче. Среќа он се разбира у пликови па ми го среди после. Пликови како пошта. Да, знае да го среди, да не извадиш не да закопам. Ај сега за стендапот. Како почна воопшто? Кој прв даде идеја? Бе, дај ние да пробаме вакво нешто. Знаевме дека ќе правиме, идејата беше да почекаме уште малце, не е времето. А кога прв пат? Кога се појавивме на Бубамара, кога прв пат имавме задача да го правиме тоа. Чека, значи, пред да дојде Ранко со вие сакам да го правите ова, немавте муаве дај да правиме стендап? Не. Бе, ни глумци не бевме тогаш. Тоа е многу на почетокот на нашата кариера. И не, он ни даде некоја задача таму, кај што моравме завршени сте, дипломирани сте. Да, дипломирани. Абе, стюардеси направена е и добиваме награда за стюардеси и правиме скеч, ти текну, не ти текнува старци и ти виш. Да, поминале години. Правиме скеч и така не вика Ранко, е супер скечот, ај заменски водители. А значи вие игравте на Бубамара? Имавте скеч на Бубамара? Имавме скеч. На Така ја примање подигнавме награда. наградата и И после запали убаво, И и да. Ранко му текнува уствари, вика може да има биде. нешто. Да, и тогаш сваќаме дека не ни знаевме дека е точно стендап. Така малце друго. Скечи беше поиш, као И вие не правевте стендап и тогаш што толку одамна. Тоа е голем предизвик. Тоа е голем предизвик. Ранко веројатно е видел нешто у нас што ние не сме. Сакам да ве пофалам, знаеш во кој дел? Лесно би можело некој по Да се откаже. не толку силен да се откаже. Знаеш, да Ние рече сме бегај, размислували. тешко е ова притисок. ние сега година се откажуваме. Секоја го. Ја после секоја представа се после откажувам секоја дека не ме представа. бива за лоша представа, лоша изведба, јас се Чекај, откажувам. те тишти до Се толку да ти откажувам, биде неќам мака. да се бавам со оваа професија. Не буквално. Добро, не буквално, ама стварно мислам. Ама и да. Пази, некој веројатно од другите актери ти вика, добро да, има следна представа. Океј. Точно. И јас сакам да го имам тој мајндсет. Не можам да го победам тоа. Еве, до ден денес не можам да го победам тој момент. Како да се снајдам после лоша изведба? Не можам. После лош стендап, после не можам да го И ако преживам. пробаш да му го Тешко кажеш ми е. тоа на колега актер, ајде да речем повозрасен за кој што си под наводници смотан, нели си вика, девет детево што се замара за вакви глупости, така? Сум зборел. И што ти викаат? Само да речем, што ти кажуваат као совет? Еве ти викаш не можам, емотивен сум или било што. И ти вика, добро, таков си и тоа таков ќе бидеш за секогаш или? Па така нешто, да. Така нешто? Не може да се победи. И он го чувствува истото. Например, претежно тоа веројатно со искуството доаѓа да сватиш дека таа вечер е таква и дека утре ќе биде подобро. Ама проблемот е додека да заспиеш таа вечер. Кога го враќаш филмот дека било Пази, лошо. театар е сепак тимска игра, колективна. Така. И сега лоша представа под наводници, ете ти си ја осеќаш како малку полошен. Зошто па си ја осеќаш вината кај тебе? Тоа е колективна, условно речено, вина. Се согласувам. Секој може игра улога во правењето на малку полоша представа. Зашо тебе да ти биде? Не знам, таква чувство имам, може не ми е точно, ама и сигурно не е точно чувството, затоа што најверојатно кога јас се чувствувам дека лошо сум изиграл, може некој публика рекол па ти ја подобра вечер со тебе. Тоа 100%. Не сум имал, затоа што е различно моето пресубјективно е. Тачно, пресубјективно е, да. Мојата призма и неговата е Тоа е као а на тој 299-тиот, а на тој 12-тиот, више тоа најблиску може да се објасни со спортски речник. Добро. Како сме изгубиле, да речеме, денеска и капитенот на екипата или најголемата звезда е разочаран, иако дае 2 гола. И изигра најдобро од сите, а екипата изгуби. И вика, не игравме добро, ја вечер нема да спијам. Тоа е најблиску до, мислам, до ова. Тоа го има и у фудбал и у НБА. у сите спортови. У сите спортови. Претежно Најблиску битно, да се објасни ова Така, наше така, да се чувство, разбере. што ова не го гледа никој, нити разговара некој за ова. Ја и Атанас многу често збориме дека ја и он разговараме само за некои вакви анализи и филозофии, дека никој друг не го гледа ова. Но, за да се види другата страна од нашата професија и нашата работа, и на крајот на денот луѓето кои што се бават со ова,
ќе сватат дека има една друга страна професијата која што се вика занает и работа, Како не. справување со проблемите од работата или не знам како да ги наречам. Сега кога сме кај занает и пишувањето е занает. Сами пишувате или помага некој кога градите стендап? Еве, градите нов стендап сега, така на линија имате нов стендап, добро. Кој пишуваше? Сами вие или имате Секој сам си Ние го креира двајца. тоа. и сам по сам ги Сам по пишувате сам, работите? сам по сам. Вика сакам да пишам за тоа. Прво правиме анализа што да пишуваме, што ќе биде интересно. Чекај сега, знаеш тоа, како можеш да антиципираш, бидејќи знам дека сте следеле и сте истражували, сте слушали интервјуа со светски познати комичари. Сите имаат различни стилови на пишување, сите. Некој едноставно ќе му се деси финта, па си ја запишува негде само како панчлајнче, само како два збора кои му се интересни. Некој седнува и пишува како да му е работа. 5 сата во денот, 5 сата во денот, имам идеја, неам, јас седнувам и пишувам. Знаеш, како го градиш моментот на кој ќе биде твојот стил? Како дојдовте до тоа и каков е вашиот стил уствари? Искрено, точно е тоа дека секој си има свој систем, треба да седнеш и да пишуваш. Кога ќе седнеш на машината, лаптоп и кога ќе почнеш да куцаш, ќе сватиш каков е твојот, како се тоа, енергетски пристап кон целото. Дали сакаш секој ден да работиш, дали така си пофункционален, покреативен или подобар, или ќе запишуваш додека си во одење. Мене ми одговара да седам дома и да посветам време, некако да имам проба. И си исклучуваш? Си исклучувам. Пример, гасиш телефон, такви работи, Да, и сега работам. Нормално, гасам телефон Браво, и седнувам да пишам. Така да нема никој дома. Ако може, би било Так, идеално. так. А ако има некој дома, не пишувам. Тоа работам за него. И тргаш по тематика? Знаеш? Тргам прво да видам мене што ми е смешно на таа тема. Значи прво темата Ама морам прво да бираш тема. Морам да најдам А темата. таа претходно ви е договорена? Ништо, не, најтежката не, работа е не, тема не, да не, избереш. Ништо, добро. Не ми е. Ништо не И сега знаем. си викаш, добро, окей, семејни односи, растење дете. Си фаќам. Да, и тргам од себе. Јас како растам, затоа што сепак инпутот, односно тоа што го внесувам во стендапот е мое, иначе нема да биде смешно. Така И ќе е. биде, ако биде нечиво друго земено, ќе се забележи разликата затоа што нема го чувствуваш така. А најсмешно е кој е вистина. Еве сега во новиот материјал баш пробував некои работи да ги пишам што не се баш многу смешни. Добро. Ми се случиле во детството, вистински приказни, се за еден роден ден раскажувам. Се немам раскажа да не откривам ништо, раскажувам за еден роден ден. Тоа е толку тажно. Ако го читаш као текста, нака? Да, толку е тажно. Ама таква еруптивна реакција добивам од публиката, што стварно е тажно. Мислам, јас на роден ден како дете изгубен. Катастрофа! Лошо е све, еве сега сежам и се нервирам. Ама еве гледаш и ти се смееш затоа што го кажам и е точно е вистина. Јас се смеам. Се десило. Тебе ти се случува лошото? Па Во мене ми се приказната? случува, јас сум никој што му се Ама случува нели, лошо. овако имав читано некој истражување дека као процентуално највеќе луѓето на смеја ги тера Шаденфројде, односно туѓа мака. Точно. Тоа било number one. Да. Да. Вистина е. Вистина на маката моја се смеат, ама па јас се чистам. Јас го кажувам тој некој проблем веројатно како травма или не знам како што е останат. Најс. Како и да е, добро работи. Немаш Тоа е потреба точно. на психолог тоа. Значи, луѓе, Не мора да се искажам пред луѓето, луѓе, да. наравно учение на целото. Мора да си удрен у главата за да си стендап комичар. Еве ти го. Овој ти е пример дека мора да си. Ти како Под стрес? пишуваш, господине господине шарено џемперче? Ја од него, што ме остана па лефтовер. И он бил народен. Јас се препишувам. И мене ме заболе. Јас си препишувам, брат. Од него остатоци што ќе остане медот, земи го среќа Господ ми дал талент, пуцни 2-3 тројки, дај ги. Мене ми е најтешко жаре да фатам насока. За да ми текне за што сакам да пишувам. Јас сакам да пишувам за 9 милиони работи. За се сакам да пишувам. Значи сега ќе си отидам од тука, сакам да пишувам бев тема, бев на еден Така, у емисија така, на гост. така. Тоа сакам да пишувам. Така. Жаре е остарен, не е истиот човек на 4 години. Атанас исто, пола емисија плача, праја сериозни муабети, пија чај од маточина за смирување, што го пијат луѓе над 65 години, веројатно имаат проблем со простатата, така и беа облечени, ја бев пума детско, они у некои сериозни џемперчи. Јас за тоа сакам да пишувам. Ја не можам да фатам правец. Зашо? Мене ми е најтешко да фатам за што да пишувам. И обично ќе фатам да пишувам за нешто и ќе го прашам Атанас, ќе рече да, за ова треба да пишуваш и после викам како можев од 10 опции за најглупа да пишувам.
И он ми вика, па тоа е комедијата, вика, така тоа ти дал Господ, за тоа треба да пишуваш. Во кој момент се спајаме? договарате, да, дека ај време е сега. Кога имаш нешто да кажеш. Не можам И да чекај дам се, на ако проба. имаш ти повеќе, го чекаш да Не допише? чекаш Не, ништо. кој колку има. Кој колку има. Аха. И го работиме неговото и моето. Заедничко. Ја му го супер. кажувам, он ми е Ова е многу публик. слично на пишување музика во бенд. Он ми е не првата знам. публика. Па пример даже и Ленон и Маккартни начин не е ваков баш, ама е доста сличен во тој момент на сите правиме, односно секој сам си прави она што си прави, во се договараме, спајаме. окей. Ја немам ништо, едниот вика, добро, окей, ја имам ќе работиме ново. Па така. Тоа се случува многу често. И да се инспирирам ја од негова тема се случува често и он да се инспирира од моја тема. Ние Крис Крос го викаме тоа. Така. Ајде да влеземе у темата Крис Крос. Значи јас сум ја почнал, него му тегнале 5 смешки на темата. Он ги кажува и почињаме еден па друг, еден па друг, еден па друг. Финалниот продукт ќе видиме. Можда на крај ќе сватиме дека боле еден да ги кажува тие работи. Така да си зимаме еден. Материјалот од оваа година на Бубамара го правевме двајцата. Го сублимиравме у тоа што мислиме дека треба да иде и го кажав јас цел. Иако материјалот е заеднички. Така. Кажав многу смешки негови. Тие најлошо што ги кажав, тие се Се негови, негови, пошто да. не знам да ги кажам. А моите Играш смешки. тук текст. Да, играм тук текст. Тоа е мое, не, тоа е туѓо, на пример, за Тимчо Муцунски е туѓо, ја го сакам, он го и разбираш, ја не знам да го кажам тоа и затоа Место ги на јавен сервис. Прекрасно. тие за Артан Груби исто. Така. Не знаев да ги кажам. Продолжи. Не речи ми рече ќе паѓаат па да ги правиме. Па така мислев Така ми брат, дека ги збореше, не брат. паѓа. Не знам што се деси Ме брат. намести, ама видео ти го излажа. зезнав, се разболев. Па излажа. Па да ги кажам. Па си рече ќе паѓаат, не паѓаат. Изгледа и он не знам што да кажам луѓе. Ете така испадна работата. Како се тестира, како се делка? Еве, имаме текст, окей. Каде има проба 1, проба 2, проба 3? Пред колеги во Не, театар. прво пред нас. Прво, ако мене ми е смешно, мислам дека Да, е ма окей. ја и ти. Добро. Па после почнам да се сомневам во тоа што сме го напишале, да го мразам, да не ми се допаѓа и морам да се слушнам со колега некој, било кој. Добро. Или Синиша Евтимов, или Тони, Тони Денковски, Део. претежно е Тони Добро, Денковски, добро. Део, удавени се. Значи, Иле. цело време им звонам. Еве сме, слушни ја. Ако се насме, добитен сум. А ако ми рече, ама тука, ја бришам. А пред публика се пробува? Тоа е трета, четврта. Тоа е више, кога ќе се излезе пред публика, више треба да има неколку филтри Сега проедено. ние немаме таква сцена да имаме мали клубчиња Немаме. за да можеш ти да пробуваш пред 30-50 луѓе. Не. Не, Собираме материјалот во другари. Јаня Сандански, дел од материјалот ќе биде прв пат кажан пред, ајде да речеме, публика од повеќе од 20 луѓе или не? Го настапуваме во моментов Во Германија. на турнеја во Германија. Таму се делка. Таму се случува. Обично убацуваш ти делчиња и многу порано пред материјалот, значи овој материјал не е 2 месеци пишане пред 6 месеци, а летово го работевме ни овој материјал. И во принцип чат пат и на старите настани ти си пробуваш еден бит 3 минути, ај ќе го пробам ова за патиките, ај ќе го пробам ова за женските, ај за жената. Тие 2-3 реченици ќе ги пробаш да видиш дали функционира и отприлика знаеш. А после кога ќе го склопиш има едно прво соочување онака вау, што ќе биде, што е најстрашно, обично прв пат го кажуваш материјалот, зашто си фокусиран на тоа и филтерот публика мора да го помине материјалот. Мора да биде настапуван, мора да биде стегнат и точен. Што колку и да мислиш ти дека е добро, смешно, не знаеш. Мора публика. Не знаеш, ама и овој муабет што си го правиме како пак е некако во затворен круг муабет. Публиката кога го гледа и тоа ти што мислиш дека вежбаш, ти секако имаш текст некој веќе напишен и кога ќе се роди плюс некоја смешка, публиката секако добро си поминува ако е добро. Така е. Да се Само ти разбереме. знаеш дека додаваш плюс. Ова никој не знае. Ова Ова се што го муабети. збориме се некои детаљи како некој да збори за колата и тебе колата ти вози супер, ти е брза и не ти троши и те носи и е топло, ама мајсторот ти вика, абе тоа штрафчето кој ќе можеш дојде да го смениме. Значи до толку се детаљи некои што публиката не ги осеќа се. Јата збориме конкретно занаетски, многу длабоко во занаетот. Веројатно само човек што се бави со ова би можел да не разбере. Па добро, Мислам да има не многу, разбере, има не е- многу што сакаат да се бават и тоа се зголемува се повеќе. Јас заради тоа сакам да ги Пробуваме направиме да обетови, доближиме, да, да. многу од тие млади, да ги кажеме, ќе им Да. биде значајно да ги Да, чујат. но да ги публиката чујат мислам дека веројатно си поминува
Да, може да им кажа на Секаде младите тоа што ми го кажа Джими Кар на мене. Джими Кар. Да. Браво, еден од најголеми светски комичари, Се да. согласувам, се упознав со него во еден хотел Добро. во Скопје каде што беше сместен, имав прилика да ме најават и тоа е британец кој е малце Што ти? Просто што ја слушам. Со Джими Кар се упознав во еден хотел. Ме најави, да. Просто извинам. Смесете. добро, лошо е почна. Со Хотел Джими што Кар беше се упознав во сместен. фоајето. Морав да облечам на еден хотел. Морав да облечам нешто црвено. Како кај да прича. Джими Кар ќе го памтам по една работа. Уф. Британците јадат многу. Жива вест. И лажат за чајот, не беше чај. Беше нешто. И ти му вика здраво, здраво, они вика Здраво. познат наш актер, Ме комичар. навуваат и он вика добро ајде да предеме директно на главното, немам време, викам добро главното да се соблечам, вика не, туку слушај, вика, пишеј секој ден по една смешка, тоа ти е тоа, една смешка на ден, тоа ти се 365 смешки во година, да го пишеш по 10 на ден, тоа ти се знаеш сам да си израчунаш, морам да го испијам кафето сега и да патувам, поздрав, чао. Фала ти многу и толку. Така да пишувај секој ден. Пишувај, колку поише пишуваш, толку стварно подобро. Од Ја спомнавте Германија, таа активна турнеја љуби да ја вика Тино. Активна може и го киде емисијава е завршена, зависи. Добро, добро. Ова е стварно интересно, сега сигурно ќе сакаат луѓето да знаат. Како сте се договориле, ама како изгледа едно патување? Значи, како дознавате дека ќе настапувате во одреден град? Како ви даваат готова направена турнеја или се додава во од, пример? Во принцип е готова направена турнеја, се додава во ход чатпат. Добро. Ретко. И се ти однапред колку време знаеш дека тие наредни викенди 8, Колку време? да речеме 2 месеци? Два месеца унапред. Месец-два, да речеме. Два Добро. месеца. И како изгледа тоа нешто? Од прилика настапувате за викенди, така? Да. Зошто немате тогаш театар, веројатно. Да, тогаш немаме. Така се погодило. Имаме, ама Добро, ама и нашиве во диаспора па да бидат слободни да дојдат, веројатно, да не се на работа, Да. не Па знам. тргаш со пекарскиот лед, 4 сабајле, доаѓаш таму. Секогаш? Секогаш. Зашто? За нашите да стигнат на работа ако се дојдели тука викендот. За да не се губи ден. Стигаш у 4 сабајле. на И работа. стигаш во Доаѓаш- градот каде што настапуваш, веројатно, така? Да. Не секогаш. Не, стигаш каде во град. близко до тој град, затоа што тие карти се 15 денари. А тие другите за да стигнеш во градот се многу поскапи и неисплатливи. Ти авионот со кој што леташ, еден има позади врти онакво точак фиксен за моторот да го запали за да слета у нивата. Така. Не Шофер слетуваш у мириса на градот. Вилјановка. Ама види, знаеш како што толку многу се иселуваме од државата, тоа ние више како мајндсет, ние заедно патуваме сите. Ти не идеш сам на кај Германија, со сите македонци заедно патуваш. Ние сме како група, се гушкаме, плачат баби некои, ја ги гушкам таму низ лес. Носиме внатре, ќе влеземе си делиме геврече, јогурче, некој вика ја шверцав јогурт сакате ли? И има све, па бебе ти даваат, па го нишкаш, како фамилија, колку е чичко ти на слава. Некој бос е соблечен. Баш е домашна атмосфера, се шалам, супер е, и убаво патуваш. И стигаш. Стигаш у 7, надвор од- 6. Така, во некоја си предградие таму. Негде си, те си имаат со комбе. И сега те зимат организаторите? Да. И тука више почиња шоуто. Организаторите од кај доаѓа? Организаторите Од од Хамбург и се пооткачени од нас. Што да Редовно одат од Хамбург. Значи вие кај да сте, они мора од Хамбург да дојдат. Они изнемуваат комбе од Хамбург и со комбето кај што сме, Мемингем, таму. Они се Лево, легенди. кога ќе влезеш у Мемингем е тука кај Верото. Они се легенди, бра. Легенди, а? Фиджо, Браво. Саше, се легенди и цела И екипа. Стефан и шири. Томи. И Стефан и Томи, тоа Они не се е. нашинци што си живеат. Што живеат таму, долго што- време. Што си Не се работат, ни си работат нашинци. други работи, они Не се така. ли нашинци, готови се тие таму со документи. Германци. Да, со све. И ве зимаат и сега викаат добро, здраво, окей, и со комбето према хотел, веројатно. Да. Така. Према град, према нешто, према населено место. Хотеливе какви се? Солидни? Солидни? Окей, се внимава на Хотелите буџет. се, абе дали ако ги спомнеме Ајо, хотелен, хостел и оние некако да видат и ќе ни дадат некои бенефиции. Спомни. Нема Не, шанс. ај го сечем овој дел. Да, не ги спомнувај. Не ги спомнувај. Тој е познат Работиме во ланец. Мериот. Таму знаеме Не ќе циле на земеме. ниско, Да, да. Во Мериот работиме обично. Тие хотели Хилтон за некад секогаш ако во нема центар. Мериот. Чекај, Да, Хилтон. настапите се прават во хотеливе? Да.
Да, значи ти си спиеш во истиот хотел Во истиот, да. Обично Тоа хотел е гениално. Зашто Тоа е некоја супер. стигаме сме уморни, легнуваме да спиеме и вика, 6 сата настав. Ај, кај се замијам да донесе се. Здраво, добро вечер. Како сте? Све ние само што ставаме. Тука се бањаш, овде е настап. Значи овде само една зид имаш и скачаш овде. Значи 4 саат тргаш и вечерта имаш настап. Да, вечерта настап. Истиот ден. Са бајлето стануваш доручкуваш ако можеш да фатиш доручек и тргаме на кај друг град. И тргаме на кај друг град. Знаеш што е добро. многу само дека идеш у нов град, не знам, мене ме јаде FOMO. Не знам дали сте вие такви Добро, патувачи. Хомо се вика. Не, тоа ти ме јаде. Добро. Ме јаде хомо е едно. Добро, брат. Ме јаде FOMO. Добро, бе, добро. Е друго. Не имам мислиш фом- за себе збориш. Имам FOMO за хомо. Као ако ти си со некој друг, мене ме фаќа FOMO за хомо. Добро, и кој ти е фомото? Кој е? Значи идеш у друг град и као Чекај, дека ништо не си видел од Да, претходниот? да. Е, И сега ти имаш 6 сати. Ама ти идеш за работа, бе, ти Да, на- ама ти ќе Знам, ама имаш 6 сати. Не, ова е Можемо ти македонското, гледаш? Моди да Жаре, гледай да ти кажам. Ем свеживо му плаќаш, за работа, хонорар. Зашто не го видов Мемингем? Чекај, све е точно во Ќе реченицата. видиш горе од авион кој ќе полета да му Све се е Што точно сакаш? во реченицата, освен све му плаќаш. Поише би рекол све си плаќаш. Како така? Така си носи свој пари од дома, брат. Свој пари од дома. Ќе уште Нема за ги троши, фирма, бе, веќе ги брат. заработувам, Нема за брат. фирма да трошам, јас знаеш колку трошкови имам таму. Гориво. Милшек, лижавчиња, мижавчиња, си имам ја потреби, не е Така, тоа така. патичиња ќе се најде. Обавезно Ти тоа. кај Макс ќе отидеш на ефтино. Ќе начинаш ама нешто. види, од 42 се, ама да. сега. Ќе стегнаш Па ја палецот. јас сум и навикнат 42 да носам. Цел живот носам помали патики, додека не стигнав да правам пари сам да си купам патики, носев патики од Значи нема од шеф. браќа, од сестри, од другари, од братучеди, така сум навикнат на помал број патики јас. И значи најакото е што ти имаш 6 сати слободни и можеш да ги искористиш за спиење, Така. за шетање или малце шетање, малце спиење. Ама све си има Па јас pros and си cons. вагам, на пример од 3 града еден ќе видиш. Така. Последно го видов Лајпциг. А така прекрасно. што пред се спие или? Не можам да кажам на телевизија. И не, ни важно баш кај човек кој е у брак. И глупо би било вакви работи да кажувам јас Да шопрам кажувам. со други луѓе таму Така да. и Во други градови, Да, не сакам градови. да кажам во други, не со други луѓе, во други градови. И ја имам фомо. Да не пропуштам. Абе сега нешто. некој гледа градови, некој гледа други работи. Брат, кој што сака нека си гледа. Апсолутно. Види, Германија е Слободна земја. федеративна. Види, на крајот на република. денот, знаеш ли кој е најголемиот кеф од цело ова патешествие, колку сега и ние да се смееме дека е потешкоти имало, не знам што. Насмевката и расположението и енергијата на луѓето после настап. Они се позахвални од Скопје, кај што има 10.000 настани на македонски. Кај нив нема Така, толку така, настани на македонски на мајчин јазик, они поише си сакаат, си поштуваат. Што им е изборот, Бетино? Никако. Што има? Ова Комитски вечер може да има еднаш годишно, Значи, нешто такво. ние е нешто што е како да го речам прогресивно во Модерно, наводници, ај, не модерно, знам. не знам како да го кажам. И другото е тоа што постои 50 години во диаспората. Фолк. Да. Фолк е другата опција. Други чак Не, што бе, како саатам... чекај, сега се отворија патиштата, мислам и поп културата влезе и Next Time свиреа и Каролина и Владо Јановски сега ќе има Да, концерт. не биди скромен, кажи дека ти ги отвори патиштата. Не си Браво, првиот, браво, браво. но си еден од позаслужните. Ако, Не добро. биди скромен, кажи си дека ги отворивме патиштата. Да, има сега и поп, но Жаре мислам дека прашува за поназад малце, за претходно. Лани, кога тргнавме ја и ти стендап, што имаше друго? Немаше... И беше чудно на нашиот како еј браво, вау, кај. Да. Така? Да, ама не знам, посебно е задоволството да настапуваш за тие луѓе на кои што им фали. Поблагодарни се некако или? Мислам фера да Не се знам каже. дали е зборот благодарни, но се повозбудени, посрекни. Тие едноставно нивната ментална хигиена да ја обават менталната хигиена на македонски јазик, Да, со македонска култура е многу подобро отколку да ја обават менталната хигиена со странска германска Се представа. собравме сите на место и се смеевме. Тоа е поентата. Еве во Минхен На последниот македонски. настап. Да, Имаше да, македонци во публика, роми, албанци, бугарин, Срби и хрватски. срби. Така. И што ни фалеше?
Апсолутно. Многу Браво, бози. браво. Полиција. Браво. Да не проверуваме заврши. дали имаме пасоши. Не, супер си поминавме сите. Сите се браво. смеевме и за нас, и за нив, и за кој да сме. Не, многу Тоа е убаво. најубавото од целото, од Најубаво. цела оваа турнеја, најубаво кога ќе се соочиш со тие луѓе. Мислам, мене некои зборови уште ми звонат, вика, сакав да се враќам за Македонија од жал по фамилија, другари, пријатели Македонија. Вие ми купивте уште 2 месеци Така. да останам чист Значи, во, вие сте во главата. на некој начин одговорни што луѓето нема да се враќаат. Не сме тие, само тој дел ми е кеј. И не, така, Супер одговорност е ова. Што Да, ни да. ја наметнуваш. Не е некоја одговорност. Многу убава Тимчо одговорност и Муцунски да знае. Ради вас, вика, никој нема да се врати. Не би сакал така да го поставам. само- Сакаше ти да каже дека се посна човекот за 2 месеца ќе се врати луѓето. Со тој сегмент ми е биде многу интересен и Не, ме нормално исполнува и како супер е, артист. и Тоа супер сакам е. да кажам. И Имаше супер е. добра смешка, Се се зезам. почнува настапот, вика, чисто нема да има ни смешки, ништо дојавме да ви кажеме се вратите. А чек, треба Зато да да. смениш материјал во смисла имаш ли страв дека ова да не е многу локално нешто што апла мораш да си тука да го знаеш да не го сватат. Не, немам гајде со тоа. Како сум го напишал, све Значи го следат наши работи. следат. Живеем многу е Така? Се. Браво. до сите градови до Германија има на секој викенд, секоја недела цело време. Они малте не Видиш, ала доаѓаат страни за на викенд. YouTube, наш стварно е огромен процент е Германија, не се зезам. И тоа се очигледно Да, истите да, тие да. луѓе. Веројатно Не ми е се- лесно на тие луѓе исти- таму, они си се Да, поврзани да, со ова да, што е да, тука, но отишле заради X причини се, нема да стај се во влегувам у тоа. позиција, мислам, стварно е Секоја чест. Задниот Да, настап имавме родители со 2 деца возраст колку моите. И седеа во прв ред. И прво на момент си помислив зошто се дојдени со деца. Ама после сваќам Да, дека да, тој да. човек направил напор, тие се најдобрите родители ја што сум ги видел. Апсолутно, кај ќе Направил го- напор со двете деца што се у таа возраст каде што ги сакаат се. Да ги е, донесат, да ги смират и да слушаат за они да мисли, бидат да, тука. да, да. Па ја им се поклонив на тие луѓе на сцена. Сега се Ти не можеш 5 минути да ги држиш. не онака. можам, Јас- ја никој, немам не хра- ти. Не можам тоа Јас да го признав направам. дека јас не сум толку храбар за ова да го направам. Да ги донесам деца на стендап, не знам ни дали ќе бидам толку храбар, толку Да, мали да, деца. да, да. Што ти за проводот, за хигиената, за културата, за уметноста да го направиш тој подвиг, иако од страна изгледа ништо специјално, ама всушност ако го размислиш и сватиш е многу голем гест и момент, Да, тоа што да, кажа да. Атанас, баш убава емоција проаѓа низ Значи имате тебе. можност да се подружите малце пред и после настап со луѓе, Чат, така? После настапот Чат, малку да. да. Па добро, и тоа е Се сликаме обавезно, се гушкаме, ни пренесуваат Тоа, нифига е тоа импресии, многу овие важно, муабети знаеш, сите ми да. се од таму што ги раскажуваме за после настап. Што прават нашите генерално? Работат. Со што се бават од прилика? Со све. Со различни Све. професии има, Све. од секакви има. Исто како тука. Да, да, Има и вакви, такви, Се такви трудат секакви. да се снајдат и не е едноставно. Има пофилозофска, мислам, целово е по филозофски момент, има еден за ова што мислам дека не го разбираме до крај, треба да си Добро. социолог да разговараш на темава за иселување, миграција, зошто отишле, како отишле. Многу е емотивно и е поврзано и со емоција, и со систем, и со Добро, ама, знаеш, политика, треба и да со... се зборува. Не значи тоа да го игнорираме Сигурно. и да го кјутиме. Сигурно, само што не сум експерт на темата. Можам да зборам од наше искуство кај што ние шетаме и гледаме и што ние гледаме како уметници, како стендап комичари и како што е нашата мисија. Тој дел можам да го зборам, ама целото е, не знам, емотивно е. Да. Емотивно е. Знаеш, само што Држава кажеш, со многу иселеници. За жал, Емотивно. верувам дека за 2 години, 3 години од сега ќе настапувате во се поголеми клубови таму. А се надеваш. Се повеќе одат. Па, тоа е тажниот Ама поглед на фактот е целава тоа. ситуација. Јас па Не нешто само у глава наши, си цел имам- Балкан е таков, да не разбера Ја дека у само глава си имам замислено Македонија. дека само кај нас ќе биде добро, па сите ќе се вратат, па тука ќе биде нема да дај има Боже. место у студио. А сакаат да се враќаат? Како не сака? Да, Кој, кој не да. сака да биде меѓу своите, бе? Кој не сака да биде меѓу Сите. своите? Значи која ќе Има може и оние да се врати. најтврдите. Доле никогаш. Има и такви. Има и такви, ама знам дека лаже. Знам потајно дека лажи и дека сака да си седи со нас. Не, Што да, му фали, прво кажи што му фали. Бомбони ми фалат. Па има и тука бомбони. Не се исти. бомбони им фалат. Абе, така се Има гледа. чудни, тоа е работа. Какви бе бомбони? Абе, така се гледа дека им фали. Има поставив едно прашање што најмногу ви фали. Но ова не е на стендап, туку го разговарам. Да. Вика мајонез. Браво. Абе викам нема Тоа ли ми мајонез, има да нема му се не таков, види. Тата нас, сите сум ги пробала. Викам, абе, глупе муабето што ми го кажеш, пошто чудно звучи, ама нема ли некој како Да, да, Македонија? да, да. Нема тако. Знаеш дека да многу луѓе тоа има. Мајонез. Не знам, во Австралија им фали јогурт.
Немале јогурт. Знаеш, такви некои отприлика. Надано Исто, до исто, пред и некоја Америка година му исто. фалеше јогурт, немаше Нема наш пробано, сега јогурт, она. проба. Која проба на 34 години прв пат проба јогурт? Па што мајка ми го разрадуваше у тоа големото, нели што ќе остане, они си го пие Маштеница. јогуртот. И вика водичка, ова вика добар за тебе со Да, за стомакот, па- ните боли ништо. Кога пробав јогурт пред 2-3 години, викам ова густо било. Ќе се угушеше, бе. Што ми дадовте, му викам јогурт, Цимент човек. да си му Да, Ми викам јогурт, бе, не знам, густо ми вика, густо, па густо. Така да, има сега некој ваков, не знам, можда многу збору хеклери, нели што ги кажат. Океј, сега не е тоа секогаш со злоба, не е некојаш со лоша Врв, намера, обожаваме некојаш има и со хеклери. добра намера. Кои се некои така поинтересни работи кои што ги извикале ради внимание? врвни, има толку многу што не знам која да Првите одберам. што ќе ти дојдат, да. Прво што ми дојде топ 5 еден кој нарачуваше смешка. Он слушнал некоја смешка, гледал нешто. браво. Таа ја сака. Како Таа песна, не е бе. во материјалот, не е таа песна во албумот. Ние го свириме тој Не, албум, ама- он ја сака таа. Nothing else matters, Да. тоа. Таа. Смешка да нарачуваше Врв. феноменално. Мислам дека и го И му има. ја кажа? Не. На крај? Не. Не, остана да Не, доследен? само со него зборевме цело време за тоа што нарачува смешка. Го има на Инстаграм, мислам извадено го имаме тој рил, Аха. некаде низ нашите рилови од Краудбург, ама тоа ми е задњо што ми текнува. Тебе текнуваше? Мене ми текна во Берлин сега последното. Добро. Не беше хеклер како намерно да пречи Аха, на шоуто, туку од Бугарот? Не бугаринот, туку Бугаринот, нашиот пардон. кога кажува, викаме ајде поговорка кажете и човекот ја кажува како ѓаволот ни ора. Ни копа. Ама не докажува. А, не! Ѓаволот ни ора. Така кажу. И викаме ние па добро брат, нема Ни ора. поговорка. Треба да докажеш, дајте му микрофон или си измори веган да не си, не знам што ти е, си измори, не збориш. Пауза, го снема човек. Викам, а не го гледам убаво Добро, утркица. добро. Продолжувам со, ајде друго нешто зборам. И едно сваќам дека до мене има една доминантна особа, Аха. голем човек, кој после дознав дека е бивши боксер и му ја осеќам енергијата. Така. Дека дошол и ми вика дај ми го микрофонот. Викам ова е голема грешка. Ако ти го дадам му викам, јас ќе го изгубам шоуто. Мала дигресија. Се случило да дајете микрофон? Да, еднаш ја го- Значи, Еднаш ти го даде. Изгрешивме. Така. Ма кажи што рече тој Охрид. Што рече? Вика дај микрофонот и му го дам. Ќе одам до веце, не зборајте, почекајте. Да не пропуштам смешка. И од тогаш микрофон. И од Ја тогаш визам не младите стендаго никогаш Не не се даваш. дава. Оружјето у војна не го дам. Ама даеш оружјето, ти си Така е. И И ми доаѓа вика- овој големиот до Вика, тебе. дека рековте, а не знаете, јас да кажам поговорка. Викам, добро. Мајка имала 4 сина, а бе викам, брат, поговорка не е Роман ме. И човек... А боксер е. И сега предпазлив сум јас Да, со зборови малце- нешто ги бирам. Дека не знам јас во тој момент дека е боксер, ама знам дека е нешто Ама големо. осекаш дека е боксер. Брат, вака стои типот кој не знаеш дека е боксер. Спон само доверба. На пете. И добро, после го вратив, викам добро во ред, фала, свати, окей, рече се врати, продолжи како, окей, се деси што се деси, и после надвор ми вика, човеку вика, јас сум на секоја недела одам на open mic, на германски, на англиски слушам. Секогаш вика јас намерно правам такви зафрканци за да учествувам во шоуто. Open За да mic. може вика да ви помогнам и вие да зборите на моја тема дека јас сум се збунил. Така. А ја викам супер да не изгледаше вака што ќе теравме, ама вака ме фати страв човечекот. Дека си Намали со глумата. Ја мислам за бугаринот ќе ми раскажува. А што е бугаринот, кажи? Бугарин се погоди на шоу, поговорки, ајде дајте поговорки, Да. што сакате да ги употреби и вика еден. Ама чудно звучи поговорката. Не ја суди книгата по корицата. Добро, Ама кажу на бугарски ја не можам да претпоставам од кај е дијалектот. Не Ама можам да ние фатам. на кај Струмички ни влечен. Така. Така. Ја данас му вика од Струмица си, не му вика од Бугарија. Ама не е ни струмички, како чудене. Така. Даден, како ти звучи кажувам сега, не, пошто обично струмичани најинтересни се на стендап кога ќе кажат поговорка, најраскршено и ова нешто такво од кај си од Струмица, не од Бугарија. Ја викам, како бе брат од Бугарија дојде тука, македонци сме сите, знаеш, јасно ти е. И нема везе нешто околу него, смешки ово, и на крај Супер излезе- атмосфера, топла атмосфера. Супер атмосфера, Да, да, супер да, и да. ние супер сега, супер домакини сме, ние се знаеш, македонци сме. И на крај му ја прифативме поговорката и му реков,
Кога кидеш сега дома во Бугарија, ќе ја прифатиме, викам, поговоркава и кажи им дома дека барем нешто сме прифатили од се што не положи. Така. Кога се вратиш, кажи им на твоите дека барем нешто прифативме. И му употребивме поговорката, супер си помин. Во принцип сите доаѓаат многу чат-пат вака низ Европа, зашто не само у Германија, него имавме нели европска турнеја, Виена, точно. Ротердам, Љубљана, и доаѓаат босанци, срби, црногорци, и не знам, не знаат луѓето, хрвати, секогаш супер се проаѓаат, зашто увек се пријавуваат. Сите градови. Секогаш е најверојатно тој пријател на некои македонци и го завлекуваат и доаѓа и викам како разбра, секогаш ги прашувам, разбрали? 90% Ниф им е интересно дека атмосферата тече, оние атмосфера тече, вришат, луѓе се смеат, пие, убаво му е, се смеат, супер. Тој индиците што работат на шанк, тие супер си проаѓа. Чатпат на ниф им викам, you pay ticket, no, get out. I work here, get out. Ха, со ниф малци има. Браво. Супер е секој. Види, има многу импровизации, очигледно. Клупски настап е полесно, да. А ние кога сте доаѓале во емисија, генерално правиме такви импровизации и надсинхронизираме нешто. Секогаш. Ајде да ги подсетиме тинојата нас на претходни надсинхронизации. Што ги правиле? Да прашам, вие, господине Заев, сте го гледали ли воопшто Ханиленд и дали сте сватиле пораката од филм? Како не разбрах, пораката е јасна, мислам, тука се е разбрано. Пола за нас, пола за пчелите и така е тоа кажано. Значи биди си ти Ова не моравте го пуштате. Ја ќе биде други. Што ти кажем се, ја ви кажем прв пат кога дојав ми рече на хорс. И ја му викам кафето, ево како ова што сега туку само ви сте, ево ова кафенце, ми рече ќе ме го дадеш. Ама види сега пробуваш да ми избламираш. Еве шењата тука, еве кажи. Не за маска, брат. Одлично. Гледајќи ги овие сваќам дека ништо не се сменило, бе, друга. Брат, зашто истото? Дека истото е цело време, бе, дај. Кога е ова, бе, брат? Иста е сцена, а? Кој ќе победи 15 или само? Има 5 години? Има ново сега, има ново. Значи, за разлика од претходно, нема сега политичари. Чујмо се. Не составени политичари, има едни други влијателни наши луѓе. Не ви кажуваме што како, ќе пуштиме само видео, го пуштаме без аудио видеото, после ќе го пуштиме и со аудио, но сега без аудио. Спремете се, ајде, само почнува. кој прв, кој втор, може ја прв. кој ќе почне? Ја прв, не знам што е да е ти втор. Ајде, за 3, Првиот лик си ти. Јас тој што ќе се појави прв јас. 1, одиме. Луѓе, да ви кажам, јас сакам да ви кажам нацисти која бевме на времето. Тогаш имаше жени. Сега, со око немам жена видено. Знаете колку ми фали? Не знам ни више шо да пуштам од порничиве, не знам, збунет сум. Порано дигав здраво, како си, вака го дигав генерал Стојан Чангел. Сега не можам, не знам на што да дигнам, се глупости ми пуштаат. Ова порничи ли се, порано времето се дига, се вежба, си пишува што е порничот. Да. Ти што порничи гледаш? Ја, брат, ти што ќе ми кажеш тоа, гледам, што ќе фатам во воздух. Ми текна едно. Ја знаете, на македонската долу што е бричен си, викам, шо? И она ми вика, како ме си бричен? Ој, од кога ме си избричил? Ја викам порано дека грмучка беше у мода, сваќате, ама нема врската на, знаеш, јас се бричев и онака ми беше. Да, ама сега ги гледам луѓе зима, она ми покажува нешто, се фрцка, се мрцка и викам, бе, земи, среди се, нема шанси. Викам, зашто бори? И вика, јас сакам од страна кога ќе дојдеш ти да ме гледаш, јас да бидам вака застаната, знаеш како да си Браво, одлично. Чекај ме, таман се загреавме, пушти уште. Одлично. Пушти уште. Одлично. Ајде одиме второ видео. Пуштајте, не знаеме што е. Ајде сега ти си прв, Јас сум прв, ајде. Ајде, јас сум втори. Ајде, одиме. Јас сега сакам да ти кажам. Чекај малце, не збори.
Јас треба да ти дам дозвола. ама, Чекај, страпи се. Слушај ме сега. Ќе пиеме по една пијачка. Добро. Значи по една пијачка, Добро. по една само. Една. И после ќе решиме се. Ама чекај, Знаеш дека е каква полесно на пијачка? алкохол? Каква пијачка ќе пиеме? Каква? Може да се каже каква? Затоа што многу сакам да биде конкретно тоа кога ќе се каже пиеме ракија на пример. Нема да пиеме виски, нема да пиеме шампањ. Ќе пиеме. Чекај, мате. Ние овде не пиеме глупости. Сега збориме во исто време, јас сакам да кажам. Не пиеме глупости овде Ама и ние. јас се Овде се пие разбирам само алкохол. домашна лозова, Каква? направена специјално од мене. Од мене ти е ова. мислиш, немам Слушај, прво, чекај не. да ти Чекај, кажам, јас да кажам. од жена ми ќе ти кажам. Од Ама жена ми ќе ти ја ти донесам од можеш да Словенија, што уствари они лажат дека е словенска ракијата, а уствари македонска. Од Добро, македонска. знам, сум пробал македонска ракија, остај тоа, немој тоа. Ти ако пиеш, како немој си да пробал? пиеш. Како те Токава отпече? е. Што? Колку степеници пил ракија? Ти сигурно немаш пиено 52. Браво! Одлично! Одлично! А мене ми е станато тоа шоу тајм за цело. Одлично, бре. Со AI у денешно време пишуваат вицеви, така? И мислиш дека тоа ќе стигне момент кај што стварно може да замени некој да напише стендап, не мора нормално да го игра, ќе го игра Атанас, whatever, ама да стигне доволно добро да се игра пред публика. Па можно е. Можно Можно е? е, тоа нема да биде веројатно лошо. А за релативно брзо време, у смисла во Па ја- наредни година до 2, Максимум. Максимум, Максимум многу брзо Има, растечка. ама има позитивна Индустријата е страшна, ама има позитивна ствар. У целото. И ја мислам исто. Дека поише ќе почнеме да зашто многу брзо ќе се случи. Добро. Нема да биде како сега ние да чекаме 30 години па да го уживаме па после да ни текне. Многу брзо ќе сватиме дека живата уметност е бесценето нешто. Дека настапот во живо е бесценето, дека концерт во живо на бенд е бесценето, дека театар во живо, глумци е бесценето, дека стендап во живо е бесценето. Балет, исто. Балет, Опера. види, има една теорија, вика Се ќе биде така. Нема трендови, има вектори. Така, значи со други зборови, секој тренд раѓа и контратренд. Да. И фактички кога ќе размислиш стварно, точно. ако еве некој сакал да не направи андроиди или што и да, едноставно идеме кон се поголема интеграција на човек и машина, во исто време што вика и Тино, не расте и ова што е Расте. ептен човечко. Затоа што само таму е вистината. Само многу брзо ќе се заситиме, мислам дека Све е од многу изопачена станува реалност. Дали ќе се заситиме, не знам. пример бркаш тепаш мувите, да. Не го поентираше. Да, сакам да кажам. Од нема да биде Поентираш. никогаш исто што живот Многу изопачено сегде. Сегде е навлезена веќе сме ние во таа виртуелна реалност. Веќе живееме таму подолго време, сите сме на телефоните. Живата вистина е само во театар и таму 2 часа ти не смееш да го гледаш телефонот. А вкусот се менува низ години, сеќате, пошто установивме дека годиништа сме, десетици и десетици, се менува вкусов? На кој начин? Ја од короната немам вкус. Па мене ми е до месо кога јадам ми е добро се. Добар вкус. Не се менува вкусот, нормално се модернизира и мислам Некој дека вика дека хуморот као стендап малце кај нас ја збориме на македонскава сцена. Мала, окей, каква и да е, но сепак си постои. Не сте само вие, нели, Не сме само ние, има супер супер не сме екипи. само Низ тука. Македонија, не само низ Скопје, низ Македонија има супер екипи. И знаеш, некој пример, еве конкретно за вас, ајде да не збориме сега за другиот. Вика да ме види, демек добри се они, ама многу вулгарни се. Демек. Добро. Значи Сега може на- да направи разлика, ми се допаѓа, ако му е него вулгарно нека не доаѓа. Тоа е генерално ставот. Еј, Металика Мислам, многу бучно ми свират. Сега направи споредба, ние не сме Металика, сакав да кажем Ако како е жанр тоа, на музика. Тоа е стилот едноставно. Нашиот стил е секогаш да Секогаш е притискаме линијата на На линија. да, на линија. Жаре, надпросечен македонец не беше вулгарен стендап. Немаше ни една вулгарност, може да има. Една, во саат и пол, една вулгарна работа, минута и пол што трае. Тоа не е вулгарен материјал. Значи нема еволуција кај што да речеме, не знам, пред десетина години кога Има. почнувало стендапот бил малку по Има еволуција. така внимателен. Не. Има еволуција со тоа што ти си бираш каков стил ќе наметнеш и каков стил ќе користиш. Ние имаме бирано и православен стил, ние го викаме тој Аха. обичен, нежен, без да навредиш некого, а имаме и бирано стил кај што линијата или границата на смешно и безобразно е многу тенка. Чисто од љубопитност, Сашко кај го ставаме? All around player. Ја разбира играта многу. Сашко ја разбира играта и стендапот и глумата и лайв перформ и што сакаш.
е перфектен артист и он разбира у секоја ситуација што Ама ретко кога е Сашко на линија. често Па зависи како го доживуваш, често ти како го доживуваш. Јас кога сум бил мал сум го доживувал дека е on the edge. Кога прв пат сум се сретнал со Сашко, сум го доживувал дека вау, што збори овој? Браво! И јас сакам ова да го зборам. Гледај колку е на линија, храбро. Знаеш, па после некој период си викаш, абе не, ова е нормално, свеќе. Затоа ја мислам дека Сашко е all around А player. се дружите вака со други што се на сцената, што пробуваат да направат име, со сите. се дружите, така? На нашата турнеја надпросечен македонец ги викнавме сите да Стендап комичар. бидат на некој настап со нас, да отворат или да така, имаат така. свое парче и повеќето прифатија и баш беше забавното. Така, У секој град така, кај што идеме, кај што има стендап комичар градот, го викаме на турнеја да отвара за нас. Важи Сашко за старешина. Меѓу сите. Така? Да. Мислам, The пошто goat. јас сметам The goat. Сега јас тоа си го гледам субјективно дека Сашко е баш е онака number one. Ако ги земеме како параметри занатски, ако ги земеме, онака не збориме за Секако. стилот дали пцуе дали не пцуе, У секој него параметар. занатски онака У мислам секој дека е параметар, да. нај некако блиску до по книга како треба да изгледа тоа. The goat. Мене дури највише сега ми се свига како повозрасен маце како што е како веќе како Полабав дека. Да, и има и малку некој филозофски аспект и, Мало, и да. пробува да направи некоја дури обштествена промена Значи, он си е таман за со преку времето тоа. кога треба да е и малце и интересен и професор. Сите сме израснале со представите на Сашко и со стендапите на Сашко. Кога зборевме пред некој ден дека бев на првиот настан во Колосеум, мислам дека и двајцата бевме, Да. и тогаш почињавме со глума. Да. Што тоа- секогаш тоа кога е сме го квизна гледале кола е. Сашко, сите сме си Чекај викале малку, а во вау. Hard Rock? Не, првиот настав на Сашко беше во Jukebox. Најпрвиот. Не, настапот што го правевте во Првиот Hard вие Rock, што ти го го правите. А ние што го правевме првиот Ама тоа е во Hard Rock 2013 беше жаре. многу одамна. На 13-та, Пред 2013. 12 повише години. Игор Повише, Джамбазов се повише. појавува таму. Сега ти кажувам зашто 11-та се затвори А1, а ова беше бајаги пред да се затвори, значи или е 9-та или 10-та. Епа може да е. Игор помалку. Джамбазов, Сашко Коцев и беа од Балканов Перица Јерковиќ, Тим Водопивец, Водопивец. Пеџа Бајовиќ беше Девојката од Србија беше, на понатамошните. а понатаму беше. Да. Ама тоа беа почетоците на стендапот фактички. Не, само ти како кажам во таков. тој контекст Се дека тоа имаше различни стилови, знаеш. Да, ама Джамбо не- имаше друг стил, Ама не Сашко само имаше Сашко. друг стил. Лик кога се представуваш на сцена си во некој карактер, односно кој го кажува работите. И сите сме различни луѓе и затоа е различен стендапот. Сега упознавме еден А Андреј. беше тогаш сакаш да кажеш стварно уште на тој, да. На тој? Браво, Бевме браво. заедно. Бевме заедно. Не помнам. Упознавме Јас едно памтам. дете што отвараше за нас во Германија сега, Андреј. Он е македонец преселен во Германија, Германија е израснат и прв пат гледам нешто поразлично како лик што Така. интерпретира стендап. Значи ние сме претежно на коки настапувач како ја ќе ви кажам. Да, тоа е персоната. Па так 90% од македонците, од стендап комичар македонските. Овој игра на обратно. Јас луѓе Ништо вика, не знам. не знам кај се наоѓам. Јас вика овде сум возбуден во моментов, прв пат зборам на македонски, звучам вика како Горан Пандев у најдоброто. Брат, абе од земја да се маваат луѓе. А како го организаторија дојде? Он ни се Не, представи он- на нас во Берлин, кога бевме лани, со надпросечен. добро. И го гледам дека он оди на open mic на тие ситуации, тие средби. И на англиски он прави стендап. Чекај, имаме македонски опен мај во Германија? Не, на англиски си настапа. Со нивните артисти. Има многу публика. Са не Берлин е вика огромен таму град. да им идеме, дојдете, као го не видео атмосферава што е Ма чекај вика. да настапувате на англиски. Да. Префрлете се на англиски, дојдете одма ни рекол. И го ми беше кејф да го викнеме да биде свој меѓу своите. Супер. И супер. одлично профункционира тоа. Значи, да, добра паралела, некои нови што се појавуваат. Ние секогаш сакаме као, јас си го замислувам тоа као некој легаси да оставиш Добро. позади себе. Секогаш даваме шанса на помлади и на нови артисти, така му А, даваме. и тие на некоја шанса емисија, на- подкаст да речат, ти нам тогаш. Да, на Ме зезна за Стефан, парите, ќе го убијам. Стефан, па на Горјан му дававме, па на другиот, као си викаше што се зезав дека тие братучиот. Ова како ме прашу сред Ајде, бе, па емисија, знаеш, бе, што кој е? се зезавме
Ние сме го оговарале, тој сме го Што те шепале, зезав дека и ти е сега треба братуче. името му го кажам. Добро, Не знам, не памтам, брат. Еден имаше го викаше и викам, ој сигурно го викаш братучет дека ти. Пошто нема. Инсистираше да го вика. Да, бе, цело време нека дое да отвара детето, супер е детето. Нема веќе супер беше детето, сега да не окей, искочи. окей. Ама даваме шанса цело време на помлади Сега- кога имаме прилика. Види, и вие, како што каже, еволуирате сега. Знаеш, и двајцата сте татковци сега, пример. Тоа е мега важна еволуција у живот, ќе се сложите сигурно. Само тоа е еволуција. Така? Другото до сега е така. Де еволуција. Така, успате, другото е да, еволуција. И Код демо верзија на играта. што те промени најмногу, пример? Ајде ти е по тази искуството нормално. Речи си години и пол, уште неколку месеци. Тешко прашање, што ме промени? Ништо Ништо, прво што ти веројатно. доаѓа на памет. Веројатно да имаш дете е е како не знам, чувството што ме промени е како цело време да сум го имал тоа у себе, Добро? само сега да ми се разбудил. Аха, па добро. Као да имаш габа. Аха. Знаеш, имаш габа. Не би сакал да имам. И као не е опасна дека ја носиш цел живот, ама кога се развие, тогаш се гледа. И тогаш се буди. Не Многу ми се постои- допаѓа споредба. Да, не постои Јас ја почну на... пронајдов. Значи, сега Во сите ќе габата. сакаат родители да станат за да им се разбуди габата на грбот. Што се ја носеле Замисли си секогаш. габа. Ама имаше логика, чекај. Човек што собира печурки. Вика, па Тино е човекот за ова. Ќе му се... Не, брат, сакам да кажам, DM на Инстаграм може ли бројот Тино? сакам да кажам дека секогаш Бројот габарот, бе. Шо печурки има Тино? Ти си најлуд Добро, човек што добро. го познав. Окей, чекај, ама само да ако ми се кажам, допаѓа, Не, добро. мене ми се свига зашто го разбрав. Да, да, да. Брат, јас сакам да кажам дека целото искуство околу дете и татковство ми е ново, ама од друга страна па се осеќам како цело време да било дел од мене, тоа само Нема, чекало ти- да биде Не разбудено. може да не ти променило секој Ми дневие, нема променило, теорија. само целата таа промена ја осеќам природно. Не ја Окей, осеќам така, дека е така, нешто така. вау промена, него сасвим природно како да сум се спремал цел живот за ова. Сосема те разбирам. Така го осеќам, не знам, ете, некој ќе ме разбере, некој ќе рече коша, не од разбирам. кој тип родители беше? Знаеш, има едни што се плашат да го држат кога е малечко, знаеш? Од обратните експерт, Така, јас знам. од старт. Јас знам ја како се држи. Абе вика главата Така, му падна. така, така. Абе знам, ама чекај, јас се береме уживе. Као така. Не, најако е. Се лепи. Чекај, една смешка имам да кажам. Читам книги, ми даваат ово и оно и апликации, гледам, студирам, му викам нови читам, му вика, абе не читај, доста бе, му викам ти, сега нешто ме контрираш, само ќе читам, а вика, џабе читаш, си го губиш времето, нема да знаеш ништо од почеток е секој. Ќути ти му викам, ќе читам и читам, жаре, све вежбам, идам кај други деца. Опа. Другото дете го фаќам, вака се држи, браво тинче, ти цел Спремен. живот кој спремен. Твоето се раѓа. Нема, брат. Ни книги, ни Знаењето бутур, канта. блок, све, ништо, ти се тресе раката, а викаш, не го фаќам. Да, дише ли? Ти видиш, не дише ли, седи. Покриено ли? Знаеш што ме викаше првите денови? Викам, Атанас, брат, не спијам цела вечер. Седам и викам, вака го гледам. Абе, легни си, ми вика, не седи цела вечер обседнат со тоа будало. Легни си. А ја вака обседнат со тоа цела вечер. Да. Добро, на сите ни се дешава тоа кога ќе ти дојдат децата дома. знаеш, Ама она- ти можеш да ни кажеш, ај докажи, извини. Демек, ти мислиш дека си кој знае што спремен не си. Да. Не си. Не, за ова никој не го е видиш, спремен. не си. Дека не ти дојде дома, како се Да, спремни? не си. Никој не е. И доека не поминат неколку, не знам, години, ја уште Али сум у шала на процес. страна, добро е да се едуцираш како што Тино се едуцирал, што читал. Океј, добре е да дојдено знаеш. е. Добре дојдено е, да. Нормално. Да. А, А инаку е зависи. најголемава зафрканција што може животот да ти ја направи ова. Значи парадоксот дека ти се спремаш нешто и брате, И да, колку да, и да се да, спремаш да, ти да, си да, да. табула раса. Знаеш. Сега ти имаш нешто Лудо. второ. Кај Немам второ две. сите викате скроз различно. Скроз. Така. Скроз. Јас со второто, еве, ќе признам, за првото земавме термометар да мериме колку степени била водата. Керка ми под чешма миев, не знам ни топла дали беше водата. И затоа сега е какво што е супер. Супер девојче, свесна е само да направи. Сама си мачка лепот са бајле, стануват са бајле, средува по дома, садови мие. Да. Телевизија сама си пушта. Плаќа интернет. Плаки интернет, иде како комшиите спие кога треба да се караме дома. Не, да се знае. Има буџет, вика, милионер. Врнело надвор, оне надвор, инерција. доле ја гледаме од тераса, никој не се замара, брат.
Да, видиш. Второто дете е Абе добро, и што значи да сваќаш дека непотребно си се замарал со одредени работи? Не, веројатно? си се замарал точно кога што си требал да се замарал, Мора да така што ти е поминеш. прво Така викаш? дома и нормално ти е стравот на се тоа што се случува околу тебе. Добро е што си дома е за мене А и успех. добре што си имал страв. Зависи точно. каков Замисли да ти бил- социопат би бил да си таков на првото дете. Ајмо однеси го ти среди го замисли на избави. првото. Чешма лаво. Абе, као жива не, знам не. ја, читав. Не, добро е што си дома, добро е што си со фамилијата, и добро е што го гледаш тоа што си го направил и си среќен Јас- и таму си. И тоа се најубавите моменти. Сега, Јас секогаш да викам, На кој мислиш најубавите моменти? Кои се? па кога тие овие тешките што ги збориме Кога- као тешките. сваќаш дека треба да внимаваш на тоа што е многу значајно за тебе. Ти имаш голема Да, бро, така е. одговорност тоа да застане да научи да јаде, да мислам знае, ама треба да го застанеш на нозе нешто што Да е спие, не знае кога е ноќ, кога е ден, не знае. Ја мислам дека ти треба да се прилагодиш кон тоа. Знаеш Да, што е и многу многу откачено, носиш. Ајде. извини, у контекст на муабетот, јас кога сватив, уствари, зошто као се грижам и читам и правам се околу тоа, зашто едно време не знам, мене така ме дочека детето дека тоа нема друг човек. Нема. Ти си тој што ќе се грижи за него. Ти немаш опција. Ни он нема опција. Ти си му опцијата. Нема друг човек што ќе се грижи. Не можеш ти ќе поспијам уште сат време или нема овие 3 дена да се грижам. Или општо цел живот. Ти ќе му бидеш цел живот. Да, ма значи малку менува начин на кој што ги гледаш Тоа ме и охрабрува општеството и мене луѓето, некако. пошто ова што го кажеш не го прават сите за жал. Има многу родители кои што им се од X причини, окей, се раѓа детето и одбиваат еден посебичен пат животен да тераат кај што баш и не му се посветуваат така со таа некоја жар. Кој ќе се посвети ако не? Па види, ама кога ќе го видиш тоа и ќе го сватиш дека ствари ти си тој тип на родител, малку губиш почит воопшто како личност. Не ти е нешто. Жално, не знам што да кажам. Жално веројатно, не знам. Атанас е попаметен, нека Секој има каже. Тоа се тажни судбини и различни патишта на животот. Секој е роден под својата звезда и секоја судбина е различна. Така да нема да им судиме на тие, веројатно нема ни тие да ни судат на нас како ние се однесуваме. Јас мојот став е дека треба да се трудиш најдоброто што можеш да го дадеш за твоите деца. Максимум. Тоа Или е. Јас веројатно така мислам дека е добро. тие ќе ни судат нас и ние нив. Со И тоа, ќе биде со тоа свет. се менува веројатно начинот и на кој што ја тераш и кариерата веројатно и така се е тука менува. променето. Добро е што за оваа професија ти дава дополнителна, како си като сила. Добиваш некоја моќ што си ја немал претходно. А опипливо на кој начини се менува? Знаеш, што е кај тебе конкретно смерето со двете деца и пред и поата нас одговорноста што имаш како татко на тие две дечиња, на кој начин ти смени да речеме однос кон професијава, кариерава, во смисла заработки, трчање по одредени успеси, дури сваќање на кариерата во смисла што јас правам за да бидам подобар актер заради нив и така натаму? Јас си сватив дека јас сум примерот што они ќе го гледаат. Јас морам да бидам добар во тоа што го работам. Јас морам да покажам дека јас имам нешто што ми значи за они да во нивниот живот Така. се надевам дека ќе речат јас сакам да се борам за тоа нешто што го сакам. Дај Боже што е можно порано во животот да го најдат тоа што го сакаат, за да може да се борат и секогаш да имаат цел во животот и план на кај што А сакаат би да одат. пазел што прифаќаш во однос на кариера, зашто знаеш дека можда утре ден ќе го гледаат кога ќе пораснат, а не знаеш дали сакаш да го видат одреденото нешто? Веќе доволно е усрано така да сега што да направам Ше длабоко сме влезени. The damage is done. Веќе Да, да, имам демиџи. направено белја, што покасно Значи, видов ние дека денес да тоа бој прекинеме? Џабе жаре. Значи јас сум Пак ќе сега биде. ситуација морам до крај. Така. Со глава низ ѕид. А ова го дискутираме често околу децата и како е најправилно и што е најправилно и Заспал луѓето. задрема и луѓето и децата Извинете, јас задрема. затерам за Ма деца. брат, чекај да ти кажам, C17 е емисија. Така е, не е значи, C2. нешто за постари е. 54. Нешто СЦ за постари е за посериозни емисии, за посериозни Јако, муабети. докажи си, ја. Кажи ти, извини. Па не знам што сакав да кажам дека често ги дека збориме често овие ги збориме овие работи што е најправилно за детето и си поставуваме еден на друг прашање како ќе би му дозволили ова. Не Ама знаеме и не ние. се сите И ајде ние сме храбри go with the него flow. слободни да ги комуницираат, дури ни со пријатели. Знаеш, многумина вакви теми си ги држат за себе, што според мене е многу знам погрешно. како Знаеш, да ако не ги стигнам до презбориш,
нема ни ти да сватиш. Сакате да направиме една многу фраерска работа, освен што ние сме тројца татковци собрани овде, мораме да ми даеме на почит и шаут на мајките. Апсолутно. Жените апсолутно, што се така е, околу нас, мајките така е. на нашите деца, Тоа е кои па сосема друга приказка. без нив не би успеале. Па онака Што сакам се претвори? сакам јавноста да знае претвори, дека бе? не сме сами, дека Да, имаме луѓе. музи покрај нас Пазите и дека ги сакам. Слушаш, пред некој ден чув нешто многу Пазите, вистина. претвори. Не знам кој беше, кој го кажа, вика да си сопруг и сопруга, кои се разликите? Вика да си сопруга е уметност. Да си сопруг е наука. Наука, да, така. Многу има вистина, човече. Кој не знам. Кратете му гова и остете ми го само тоа со жената да го спасиме бракот. Знаете, ќе биде C22 гостуваме разведени двајца со трет брак. И вика, ти што кажуваш ти од се ај се нацинхронизирај го. И овој вика, еднаш се живее. Не, стварно сакам да дам почит луѓе ми ја ваковте. Не можеме без жените никако. Нит во професија, нит во фамилија, нит во Дај една друга тема. Ни треба жена, Го- иако го имаш спомнав, некој жаре. Мене. Добро. Супер. Се е подготвено. После 15 години знаеме како се снима емисија и знаеме дека не е само да изгледаш добро, туку треба и да се чувствуваш добро кога ја водиш. За силата што ми треба во секоја епизода. Ова е тоа. За денес ви го препорачуваме Good Nature чајот со ѓумбир и лимонска трева. Идеален е кога сакате да се разбудите без кафе, ама со енергија. Ѓумбирот го загрева телото, а лимонската трева дава свежина што ќе ве ресетира после напорен ден, без вештачки ароми, без драма, само чиста природа во шолја. Good Nature кога сакаш топлина и свежина во иста голтка. Знаете, денес скоро секој телевизор е паметен, но Hisense не е само паметен, тој е AI паметен. Благодарение на вештачката интелигенција, сликата и звукот се прилагодуваат во реално време на секој кадар, секоја сцена, секој момент, без разлика дали гледате филм, спорт или играте игри, секој детал изгледа совршено. Боите се живи, а контрастот безпрекорен. И тоа важи за секој модел. Одете на mk.hisense.com и проверете Hisense број 1 во светот за телевизори. За совршен почеток на денот тука е Баланс плюс јогуртот, кога ви треба нешто полесно од појадок, ама посериозно од кафе. Природно со пробиотици што го стартуваат варењето и ви даваат енергија без тежина. Баланс плюс, затоа што утрото е убаво кога телото работи во ритам. Го спомнавме Сашко. Со Сашко е многу интересно кога седи човек, бидејќи сваќа тој левел на селебрити. Верувам дека и вие го имате тоа. Знаеш, вие сте апла познати точно, нели? Ама Сашко е, знаеш, еден левел кај што пример му звонат луѓе со некакви си чудни барања и така на тоа, знаеш. Сега, вас ви досадува ли тој момент на бидување секаде забележан, виден, глави свртени ги забележуваш? Знаеш, и тоа е убаво, окей. Ама кога созрева исто така човек почнува да му смета некако тоа. Ја Не не знам. приметувам тоа толку. Не, дали дека може немаме време, може цело време сме на настап. Евентуално во бифе ако има поише гужва после представа па нешто. Тино, што мислиш ти? Брат, не ми смета, јас уживам во тоа, да ти кажам. Уживам да ми се јавуваат, да ми викаат слушај, Свети Никола славиме на тој датум. Отлично. Има, вика, една ресторан у Свети Николе, не е баш у Свети Николе. И не на е баш патот ресторан. И не е баш ресторан. И не е баш прослава, ја ќе правам и крштевка и свадба и роден ден за керката. Сакате ли тие јатанас да дојдете? Одлично. И ти Зашто викаш, да не? окей, Што би правеле? што нудите ме? Ќе ви наместиме една масичка на повисоко. Значи не седиш ти у ресторанот, него седиш малце повисоко. На скалите. На некоја масичка ти си само си повисоко. Разбираш? И што ништо не правите. Си јадете, ако ви дојде ќе станете ќе зиграте на орото, Молим ако не да ве гледаат таму. И ти Јас што си викаш на обожавам тоа? да. Па
Не сум слободен ден, дали го тераш малку муабетот или од старта нака си као го терам обавезно. Да. Го терам обавезно и ако ти сам да да го си имаш нервирам живци- натаму, му го живци за пуштам. вакви работи? Па како што гледаш, јас не сум запознат со овие ствари, се одат преку менаџерот, Му така го да јас сум пуштам веројатно на- некој бабл. На спикер некад му го пуштаме вака преку. Не викам, не спушти, ќе слушаш сега. Ќе слушаш сега. Да видиш. Да, така да, што знам, не знам, да, ми прија. Ако, окей, си го сватил како Ми дел од работа. прија. Никош не е излегло од рамките на нормалата, би рекол. Добро, немало непријатна ситуација. Немало непријатно, мислам, имало, ама не е ништо неиздржливо. Се е во духот на... Обично мене ми е многу кеф, затоа ми е кеф веројатно, затоа што луѓето не поврзуваат со позитивна работа, со насмевка, со позитивна енергија. Никој не те поврзува со нешто као еј само популарен си и познат. Секогаш не поврзуваат со позитива. Со еј ќе те видам во живо, ми го разубавуваш денот. Еј ќе те видам во живо, ќе се сетам на нешто што сум гледал со вас или што сте правеле, ми го еј колку не сте нормални, многу сте смешни. Знаеш, не смешни, само добри или еј сега ова Иако е тешко секогаш да си таква позитивец. Тешко е, жаре, знаеш, сега. Ти си имаш живот, ти си имаш да, но сопствени сега јас и ти збориме глупости. за грото од времето. Грото од времето, да, добро е да се трудиш и убаво е. Мислам, полесно ќе спиеш навечер. Верувам дека и да си непотребно идиот со некој, после ќе ти биде криво. Немаме влечење по коли, сликање, влечење до дома да не можеш да излезеш, што Да, не, да, да, нема кај нас не постои. Сам Има постојан некоја човек. навика или хоби што ретко кој од вас би очекувал дека ја имате, знаеш, некој сегмент од животот што луѓе би се изненаделе. Ти на пример падел играш многу. Да. Мислам, тук никој не би Ме рекол веројатно. навлекоа Део и Синиша. Падел. Ме зема, ме учат падел, мислам, уште не сум добар. Ама па има некоја зависност што ја создава тој спорт, што е цел време активен и одиме секој сабајле таму. И чека, колку често играш? Со изгресун, па 3 пати неделно. 3 пати неделно. Да. Од ме навлекоа и мене сега. Еве И сега ти почна тоа Тоа е го најлошо, мене ме навлекоа, не се нормални брат, како секта некоја. Како секта. Многу е забавно, Жаре. Многу е забавно. Многу е забавно. Многу е добро. Не знам што да кажам, ја 2 пати сум бил, многу е добро, брат. Дојде, изигра, добро. и ова сум, јас сум роден за... А он е па добар, па има тренирано тенис. Он, значи, веќе е напредна, Него ја па и го нула. бива. Тенис и пинг-понг имам играно, ја викам, луѓе, ова е бољи и од тенис и од пинг. Рачето му, форхенд, бекенд. Знае, па уште се навлекуваш, купуваш ракет, купуваш опрема, сакаш да идеш, да играш, сакаш да напредуваш. Добро, падел е интересно една Лесно работа. напредуваш, затоа што и со нула да почнеш, пак можеш да вратиш топка. Супер е па. Е, Јас сум сноуборд. Знаеш ма ти сноуборд, ама тоа не е ни тајна. Ти човече и овакво и држеш и И часови. часови држев и се, да, сноуборд. Значи, сум болен замисли, по тоа. некој дете, некојаш ќе кажува, Тино ме Ти не учеше... држи часови. Па не може да каже, пошто не научија никој од децата, пошто бев строг професор, ама тоа и Ама се астролог. смеа. Астролог сум у последно време. Ја. Океј, тука ќе одјавиме емисијата. Не, Тоа би беше сакал се. да разговараме малце за моите... Чекај, и што значи тоа? Што значи тоа? Како го опишуваш на лаик тоа? Значи, пиши на ChatGPT Добро. куиз Тино Костадиновски или Валентин Костадиновски, Така. ќе ти даде се за мене, Така? плюс едно мало пасошче ќе ти пише he is an astrologist. Е па знае брат. Значи ако ботот знае, се знае дека сум астролог. Нема врска, на смешка еднаш пишав на Инстаграм и ChatGPT го краде тоа и го продава као јавност, демек тоа е. Сваќаш? Е, ова е вр. Да брат. Ова е вр. Значи ти можеш да си пишеш Познат бизнисмен? Да, можеш и ChatGPT, кога ќе го праша ChatGPT за тебе, ќе го извади тоа, пошто ти тоа го имаш Може да си пишано. пишеш што ти одговара за... Што ти одговара? потребите. Ај. Ќе се смени уште малце. Нема Нема да можеш ти без диплома од факултет да Лесно излажливо. вршиш влијание. Со што си го поправате денот ако е тапа? Со 13 клjuč. Јас од Чело. Па? Јас од двојка. Добро. Многу е 13. Двојка клjuč се разбира. А? Клjuč. Да, да, клjuč. Да, да, клjuč. Двојка може и да, клjuč. Двојка клjuč. Добро, ако го викате клjuč за Кој отварање како го викате, не знам сетилото. како го викате. В универзумот. Астрална проекција, едноставно излегуваш Стои, да. од себе. Ама добро помага за секојдневието во Скопје. Дали верувате, ама ова искрено, дека хумор може да смени општество озбилно, знаеш, дали има нели луѓе што викаат, абе се е тоа само забава, не може нешто да направи, има луѓе што викаат, абе остајте тоа, има тука нешто
Имају. кој влие па всадува некакви семиња кои што после може да никнат. Џорџ Карлин, така. Да, знаеш, дали имаш ти Па не знам дали го смени. доказ дека нешто тоа е, знаеш, Смени некои субјективно луѓе. е. Смени луѓе. Општеството секако ќе се смени. Со тек на И со време. тебе и без тебе. Се се менува. Па има, ја мислам, Ама ако не е лошо да зборуваш. Атанас, ако не би верувале дека има таков импакт Аха. врз луѓето, не би го работеле. Не, има импакт. Веруваме, јас јас и ти да докажам. Инаку Извини, да. Не, извини, продолжи се. само сакав да кажам дека јас и ти најмногу Точно. веруваме дека има импакт. Има импакт. И стендап, и театар. Без театар, разлика дали е добро. комедија, драма, трагедија, абсурд или сите други правци. Мислам дека има. Кога сме кај тоа, осеќате потреба да играте спротивни улоги од комедија, зашто знаеш преиграни се комедии. Не, исто е. Знаеш, да имаш потреба да изиграш некој сериозен лик, Па не знам сериозно ги играме и каков. тие ликови што се во комедија, така да Да, ама чисто заради да те доживеат на поинаков начин. немам потреба тоа да ме Не, доживуваат више е никако, толку да не треба поминато. никогда да се Така? докажам. Па немам такво чувство, сакам Океј, кул. Ја- Знаеш, доста има актери, сега да не ги кажуваме кои се, кои што вика, Не, не кажи, знаат не, како кажи кој. Не, жаре, не ги двојам како исто е. Улога треба да создадеш. Дали е во комедија, дали е во трагедија, улога мора да имаш. Роља можеш да направиш. Ако нема роља, немаш ништо. Застарен е тој муавет, више, се смени работата, си преплетоа работите, им И се ние отворија на играме- луѓето очите, сватија луѓето, свати публиката, сватија уметниците, дека се тоа е една иста уметност. Се е тоа театар. Сега сакам да ве прашам, дали сега можеби и не гледате, но дали ако утре би се пензионирале од X причини, кој би сакале или би мислеле дека е адекватен да го заземе вашето место? Има некој таков? Многу луѓе. Ама еден Нема од двоите еден, има некој? Има многу луѓе има во моментов. Знаеш, што би ти било мерак да го пофалиш јавно како еден да го издвоиш или не би сакале да е еден? Има повеќе, затоа викам нема. кажи Порано ако било два, тројца. еден, сега се повеќе луѓе. Не знам, сите на кои што сме им дале шанса да настапуваат со нас, сите стендап комичари ми се свијаат на различен начин. Би било неблагодарно кој би ме заменил мене затоа што јас се уште се Тоа не осеќам дека значи сум да го пополни твоето место во во смисла екот. да биде Тино. Веројатно кога ќе пропаѓам, па ајде нека ме замени тој, знаеш. Веројатно не знам, никој не би можел да ме замени, ама би имало некој подеднакво добар колку мене или подобар од мене. Као што би требало ние да сме подобри од старите генерации, на пример. Некој таков. Немам име, ама сигурно има некој што ќе го гледаш и ќе го нервира и ќе сака да ќе го Се нервира докаже. што го збориме, ќе сака ќе каже можам и ја, у тој верувам највише. Да. Тој е Тома сега, не може да пробие, тој што го нервирам, тој ќе успее. Само знаеш што да ти кажам у контекст на ова? Има многу повеќе сега него пред 10 или 15 години. Кои што би можеле да Тоа не како го сменат објаснуваш? и да не заменат. Мислам дека сите ние кои што се трудиме, вклучувајќи ти и тебе, зборам конкретно за стендап, не зборам за Добро, театар, добро. пошто театар Да, 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 е да. покомплексна Се работа. слагам. И не може ни Стендапот- секој баш Да, да земе микрофон и да глуми у театар. Да, а во стендапот сме повеќе вклучени и е по друга форма на уметност. може секој, и на арт. бурно, Мислам секој дека може. сме заслужни за ова Нема што се дека дојди на случува. опен майк и Да. терај. Да, сме заслужни има сите ние, вклучувајќи ти и тебе, знаеме колку порано се трудеш околу тоа. Сашко, Никола Тодоровски, Бојан Велевски, Маријанчо, Тони Михајловски, Игор Џамбазов, иако они не знаеа дека прават стендап, па дури Џумерко. Џумерко, Ранко Рангелов, Така е. некој old school, Па и Гоце Чорев, Ванчо и К15, Гоце сите тие, Чорев, да. Ванчо, да не збориме кој се бавел со комедија, сите ние сме заслужни, некој повеќе, некој помалку, затоа што е до тука времето доено. Веројатно и интернетот е исто подеднакво крив колку и нас. Добро, ама светли денови гледате за македонска стендап сцена, Да, така? општо за Во сега. моментов Па се- може и наскоро и отварање на клубче. Па зошто да не Збориме сме? за тоа, Comedy Club. Може, Што немаме. Може. Не дека ние сме паметни, туку побарувачката е таква и верувам дека ќе би се потепале луѓето да дојат во било кој комеди клуб отворен во Македонија било каде. Тука треба да завршиме. Не треба, мораш, аре, представа почна, брат. Ние... Да, точно. Они одат на представа, директно тука. Нема да се касни. Океј. И видиш, ова е нешто ново. Од Макфест нешто. О, сега Ова е од сега. Како бе од сега? Ами од сега? Па кој е Мал овој спомен. Овој Килјавиов кој е? Мал спомен.
Дедо Мраз. Еј, шубав поклон. Поклон Еден, да. Еден, само за Жари, Атанас. ние ти купивме. Па се. Добро. Зеби ги чејите, ти си по билките. Затоа што ти му дај на Атанас поклон, ја тебе ти носам еден поклон. Добро. Еве овие наочари. Иначе многу малце луѓе знаат дека овие наочари се купени пред германската турнеја и се носени на секој настап од на линија Опа. ваквото. И овие се поклон за тебе. Еве го, оди во. Фала. Оди тука, кај што се и сите останати. Тинчо. Да. Еве, кога сме кај тоа. Еве, видиш ово од спомените на 1-1. Еве го. Од тие години на прајање на Абе, од Балкан стендап. Вино и Од смеа тие се години- Па да го отвориме. Тогаш беше Немој ке се спонзор отруеме. Сковин непостојачка винарија, веќе не мислам дека. Па или не знам, нешто се случи. Добро, ако постои ќе го скратат ова така да нема. Да, никако. гледаш од тоа време. Мислам дека можеме да завршиме да пуштиме и некој клипче од тогаш, пошто го спомнавме. Зошто па да не? Ајде да пуштиме некој клипче од тој Балкан стендап во Hard Rock, првиот што го направивме и ќе пишеме која година е. Ali bila je direktna, to mi se sviđa kod cura kad su direktne. Prvi put kad smo vodili ljubav, stara škola kao vodili ljubav. Da, ja sam je direktno pitao, rekao sam rekao, ajde reci mi kakav sam u krevetu, znaš. I ona mi je direktno odgovorila, rekla u krevetu, ko životinja. Rekao, ozbiljno, kaže, da, smrdiš. Otuširaj se tu i tamo. За денес ви го препорачуваме класичниот Good Nature чај со ѓумбир, совршен кога чувствувате дека настинката ви се приближува или едноставно сакате нешто што ќе ве загрее подобро од греалка. Ѓумбирот е природен антиоксиданс, ја буди циркулацијата и го дава она чувство дека сте подготвени за се. Еден чај, многу сила. Good Nature ѓумбир. Аптамил 3 е богат со есенцијални хранливи материи кои помагаат во зајакнување на природните одбрани на вашето дете. Витамините А, С и Д се важни за нормално функционирање на имунолошкиот систем, додека омега-3 масните киселини се важни за развој на мозокот и нервните клетки. Аптамил 3 за здрав раст и развој на вашето дете. Со правилно селектирање и рециклирање на отпадот не само што ги намалуваме негативните влијанија врз животната средина, туку придонесуваме за поквалитетен живот на сите. Пакома ке тука да ни помогне во тоа преку нивните повратни вендинг машини и мобилната апликација Екомак. Екомак. Секој од нас може да учествува во процесот на рециклирање и да добие награда за својата еколошка свест. Ви посакуваме од цела екипа како стварно стари и веќе и стварно стари пријатели. Многу успех, среќа, омилени сте ни, не знам како да се гледам уште многу пати. Стварно ќе бидам ја многу среќен да полните и поголеми арени и да се оди и по други континенти и нормално и тука да се зголемуваат Жерго, ќе арените. направат поголема арена, ќе напуниме. Ке им. Сега до тука сме. Фала ти за поканата. Аман. Уживав. Те Фала чекаме ти. на 21 така е. или И на 23 23 ноември во Јане Сандански на линија новото шоу со Тино Јатанас, кога си слободен да доеш, како тебе, така и твоите прекрасни гледачи. Чао, чао.